Добре дојдовте нова епизода од 1-1 сезона 17. Денеска имаме Final Four. Денешните гости се Веселин Вујович, Лино Червар, Ѓорги Начевски и Славе Николов. За прв пат ракометните легенди на едно место. Порано непријатели, а денес сите се заедно во еден невен. Добре дојдовте нова епизода од 1-1 сезона 17. Денеска имаме Final Four. Ова нешто се случува сега и кој знае кога пак вакви ракометни легенди на едно место, почнувајќи ќе трнеме, ајде од тука ќе трнеме Славе Николов, Лино Червар, Веселин Вујович и Џоле тука до мене да ми прави. Морам до тебе јавам. Да биде како ко-хост. Ко-хост да биде. Ама ова мене ми представува прво задоволство, второ чест, трето обврска и четврто уживање, не знам како да кажам. Да видиме како ќе се најдеш, не е баш лако. Да видиме Вујо, да видиме. Оваа емисија може 24 сата да трае. Има многу неисцрпни муабети. Има и од сите ваши претходни гостувања има извадено и делчиња, да видиме кој како ќе ги искоментира. Некои такви работи. Последен пат кога сте биле заедно четворица, има сеќавање? Не. Оваа четворка тешко. Ваква четворка? Само на утакмица. Која била последна утакмица? Па Вардар Металург. Вардар Металург, така? Вардар Металург дефинитивно. Тоа е пред колку? Сигурно има 10 години. Па тоа мислам 11. во Охрид дека беше на куп некој финале судев. Била Али и не знам куп дали е била Ali bila je i prvenstveno. могуќе. Може. Такви утакмици не се повторуваат, како што и секоја сме кажали и до сега. Тоа се утакмици за паметење и ретко каде може во било кое првенство се повторат. Од секаков аспект, дали играчки, дали тренерски, дали атмосфера, све. Сето тоа заедно. Сето тоа Пошто заедно. негде ќе има атмосферата, ама ќе нема легенди на клупа. Пример. Токму. Или Dobro, нешто друго. Dolazak pre svega Linov, pa moj u Skoplje, u Makedoniju je, čini mi se, nekako počeo da rukomet stasava u jedan nacionalni sport i napravljeni su dobri rezultati i klubski i naravno reprezentacije i odluka da dođemo tu, ja mislim da on će to potvrditi i moja je bila ispravna stvarno, iako na početku to nije izgledalo tako da jedan Metalurg ili jedan Vardar mogu da dođu do takvih rezultata, ali u svakom slučaju i ti klubovi i te utakmice su zajedno sa sudijama koji sudile ostale istorijske i kada god sretnem nekog ljubitelja rukometa, oni žale za to vreme kad je to bilo. Да. Пошто тогаш беше тоа настан, ти ако не одиш таму и фамилиарен настан, што е најинтересно. Луѓето си сака да отидат со се фамилија, со се пријатели, значи на страна навијачите. Океј, ама тоа беше баш онака, мораш да си таму. Не само тоа, него месец дена пред утакмица имаше притисок и месец дена после утакмица не стигнуваше реакциите од утакмицата. Pa mislim, podržavam ovo što je rekao Vujo. Stvarno, tako se to, valjda, sudbina je trebala tako spojiti mene, njega i te suce koji su isto vječni, da to kažemo, isto su koji igrači, poznati, ko ne zna njih. No, isto nemoj da ih njega. hvali, sad nećete više suditi. Ali želim reći nešto drugo. Da su pokazalo nešto u tim nemirnim vremenima koji jesu i danas u svijetu, da je sport pokazao i danas više nego ikada, da bitno utječe na situaciju u jednoj zemlji. Točno. Bitno utječe. Točno. I posebno kad se obrazovanje pretvorilo samo u to, a zaboravili su na kulturu i na odgoj, mislim da je to jedina uporište trenutno koje može najviše raditi na odgoj djece i ljudi. I vratiti ljudima vjeru i nadu, jer kad se gubi nada nema ni strasti, nema ništa. Ali ovo što on kaže, ja se sjećam u onoj glavnoj dvorani Boris Trajkovski. Da. Pa to je bilo, ne znam, onako atmosfera, ono što se rekao i on je rekao da je to nešto bilo posebno. I ja vam kažem da ti naši susreti su i djelovali na svakodnevni život zadnjih mjesec dana. Svi se pripremaju za taj meč, svako na svoju stranu. I ovo što je dobro, sam ja prije njemu rekao, on je to odmah prihvatio. Mislim da to nisu bili neprijatelji. To je djelovalo, ovaj viče, ovi iz Metka, Vardara, navijaju za svoje, za svog trenera i sve ovi, tako. Ali to je bilo ipak jedan entuzijazam. Radovali smo se susretu i to nije bio susret neprijatelja. Ja mislim da je bio suparnika, baš suparnika. Pa, suparnika neprijatelja.
Recimo to. Може да се каже. Ono uvijek malo pretjeruje, ali А на znam da крај ne криви misli tako. судиите секогаш. Da, tamo интересно е, da знаеш, mislim како da smo може- ne bi sedeli Da, danas tako. tu. Da. Еден таков надпревар да те обземе. Знаеш, бидејќи не е се едно кој што рековме дали играш со не знам кој или играш Вардар Металург тоа. И сега месец дена кој што кажа пред, месец дена после. И сега од една страна ај ги разбирам, играчите и тренерите имаат што да работат. Нели, окей, тактики овона, ама суди како нивниот живот е обземе месец дена пред и после. Слушај, многу едноставно искочиш на улици и зависи Добро. дали ќе те начека играч или тренер или навијач на Металург или на Вардар. Мора за нас да судиш, мора ние да победиме, мора. А после утакмица? А после му такмица, абе, нас не оштети, нас ни зема. Најбо нерешено да заврши, да бидеш. Па види, на- у глобала и тие утакмици нерешено завршуваа. Често Jedna пати. sezona je Često bila, pati. 3 puta su nerešene. Nerešene, Sećaš da, se, tako četvrto je беше. zadnje Така se беше. odlučila prvak, da. Какво И ривалство. тоа беше драшта на сето тоа. Јас само едно можам да кажам, сигурно и Ѓоко ќе го потврди тоа, дека во времето кога беа Вујо на Вардар тренер и Лино на Металург, ние како суди, кога ги судевме тие надпревари и раставме на тие надпревари и станувавме денеска како што сме врвни суди, значи мислам дека тие надпревари ни дадоа таква мотивација, Незаменливи. такво знаење, такво искуство да направиме тука на домашна сцена што го пренесуваме во Европа, така да мислам дека сите други суди тоа им фали за да бидат на тоа ниво. Ама сте се гледали и по Европа со овие величини. Не само по Европа, Така, и по светот. по светот. И по светот сте се гледали. Катар, Иран, каде не, со Вујо, сегде. Ќе направиме муавет за тоа. Знаеш што ќе им биде интересно Kod на njih je фановите? razlika bila i kod jednog i drugoga, evo tu je Vujo, nećemo sad ništa govoriti, mi sam imao se i svađali smo se i sve, i to je život isto, i oprošta je isto, i sad smo malo izreli godinama i tako. Ali ja mislim da su se oni isto spremali jako za utakmicu i zato su oni možda malo iznad ostalih, jer mislim da oni, poput trenera, baš žive za to. To je isto bitno. Znači, oni, sada ih pitaš pravila, oni mogu svakoga tu predavati, kao što bi ja sad mogao i on predavati o rukometu, o taktici, tako bi oni mogli isto ovim sucima. I zato sam ja rekao da mi često puta, evo sad jednu stvar što sam uočio, da možda smo previše na sucama, ja isto tražio pobjedu jer ne volim gubiti, ko ni on, ne volim gubiti, onda biram sva moguće stvari, da se pobjedi utakmica i možda gledam subjektivno utakmicu. Ali ono čega stvarno se treba bojati, a mi smo upirali u prst u suce, a u stvari u pravila. Onaj koji je izmislio pravila, taj je radio problem i sucima i nama. I doveo tu situaciju nejasno. I dobro vam rekao, u autu smo ovo pričali, da ne može taj Morten dovesti ta pravila bez sudjelovanja vrhunskih trenera, vrhunskih sudaca, sve 4 kategorije moraju biti tamo, koji će siguran sam da bi dobili prava pravila kao što je košarka ima, odbojka ima i bilmi. I ako tako ne bude, ja vam kažem da će biti opasnost nastupa rukometa na olimpijskim igrama 28. Ja tvrdim da ima ljudi koji na tome radu, da se on ogriješi olimpijsku povelju. Da ne može se na taj način. Ljudi su izmislili nogometu VAR. Ne zbog kad su Infantina pitali zašto. Pa zato što ljudi više neće dati novce ako je iz opstaja zabije gol. A može se iz opstaja zabije gol. Kredibilitetom se gubi, sakaš da kažeš. VAR i danas greši, ali sigurno u manjoj mjeri i omogućuje boljoj ekipi ipak da pobjedi. I njima bi olakšao posao i njihovo znanje koje je veliko, bi još bolje to interpretirali. Правила се у питање. Делумно е, у голем дел управо, затоа што не ги носи правилата Пермортен, ги носи еден друг и у глобала е една група на луѓе кои нити биле врни суди, нити биле врни играчи. И тие ги носат правилата. У најмала рака треба, како што кажа Лино, да се консултираат со врни суди, со врни тренери, со врни играчи. Секогаш кога ќе прашаме, пошто ја и Славе, секогаш имаме реплика зашто е тоа правило така, бидејќи не се слагаме, не е коректно. Не е тоа така. Јас мислам дека у денешно време правилата се направени у глобала за скандинавската игра на ракомет. За унивна корист, 90% од правилата се унивна и за да идат они напред. Ој нулта корак, което е нулта корак? Тоа е затоа што скандинавците прават 1 на 1 и трчаат и прават константно кораци. Како може да има нулта корак? Нема тој нулта корак. Тоа е плюс 1. Да, и секогаш кога ќе прашаме со кои тренери се консултирате, а со врни. А тие кои ќе ги видиме врните тренери, тие тренери не биле тренери 30 години. И затоа јас секогаш велам,
ракометните правила мора да се упростат. Кога ќе се упростат ракометните правила, за да публиката ги сваќа, тогаш можеме да идеме напред. Ние кога како 10 меѓународни врвни парови меѓу себе не можеме да се погодиме за една ситуација, можеш да замислиш како име на тренерите и како текна име публиката. Текна публиката. Што појма немаат. А најголемиот проблем е, јас секогаш што велам, е што нити тренерите, не зборам за нив, зборам у глобала, нити играчите ги знаат правилата. Ние секогаш тука држиме семинари, секогаш пред сезона, кога ќе ги повикаме тренерите, се појавуваат еден или двајца. Како сега поготово со новите правила, ако ги знаеш тие битни правила, можеш да ја добиеш утакмицата за ситница. Или да ја изгубиш. Pa mi smo jedini sport na svetu gdje ti sudija kaže kad ćeš da šutneš na gol. Da li jedan sport postoji da nije ograničen vremenski ili slobodna vrsta napada, nego ti sudija odlučuje kad ćeš da šutneš. I šta se dešava? Veoma često duže traje napad od podizanja ruke sudije, jer igrači koriste faulove da bi produžili svoj napad, nego ono prethodno zbog čega si ga ti kaznio svojim dizanjem ruke. I dok se to pravilo, jedini sport na svijetu koji imamo 59 minuta i 30 sekundi jedno pravilo, i zadnjih 30 sekundi imamo drugo pravilo. Jedini sport na svijetu gdje golman može da izađe van i da uđe i igra. Kad si vidio da košarkaš igraju 6-5? Da. Fudbaleri 12-11. U kratak period. I sad u tim uslovima su te kaznili, jer ako ti promašiš kad je golman napolju i odbije se lopta i fauliraš tog igrača, oni ti sviraju sedmerac koji je udaljen 20 metara od tebe. Pa što, deveterac će, ovaj se vrati. Toliko je to nedefinisano da čak i same sudije zbunjuje, a kamoli nas trenere ne dozvoljavaju ti mogućnost, jer ti kao trener vidiš da je protivničko krilo zgazilo liniju. I protestuješ. Ako je neki sudija kao Đokica, on će da ti dođe ti da karton. Odmah, razumiješ me? Iako si u pravu. Ali ne smiješ da protestuješ. I ne, ti zatražiš taj VAR ili kako hoćeš provjeru. Da vidimo. Vidiš da je zgazio, gol se poništi i tebi se vrati taj mogućnost protesta. Ovako si ti limitiran kao... Treba challenge kao u tenis, bar po jedan u poluvreme. Niko nije toliko limitiran kada se sport u pitanju kao rukometni treneri. Pa košarkaški trener, on uđe 3 metra i razgovara sa sudijom u terenu, ovaj ga samo polako pomeri i doviđenja. Kod nas, znači, ne smije igrač da ustane pored klupe da se zagreva, ne smiješ ti da... Znači, ispada da ne smiješ ništa. Ispada su pravila zbog ljudi koji ih pišu i zbog sudija. Ja moram da kažem i zbog sudija, a nije zbog sudija. Oni moraju interpretirati ta pravila. A da se sva ova takmičenja odvijaju samo zbog njih, a ne zbog ljudi, zbog igrača. I to je nešto što je Lino detektovao. Rukomet kao sport. Ja ne gledam vaterpolo, a volim taj sport. Zašto? Jer ja ne razumem zašto je oni udaviše onog centra njihovog i ne sviraju šta se dešava. Čovječe kaže slobodna ruka. Kakva slobodna ruka? Tako ljudi u rukometu kažu, pa čekaj, ovo nije bio malo pre faul na ovoj strani. I ljudi beže od onog što ne razumeju. I to je najteži problem. И многу битна работа што у ракометот е контактен спорт. Се случуваат случаи што никогаш претходно не би се случиле. Например, ние имавме, јас секогаш го кажувам тоа, се случува на Олимпијада, Шведска со Исланд, судиме или не е ни битно, играчот ја вади патиката и ја фрла према другиот играч. И ја и Славе го детектираме сето тоа, даваме тајм-аут, му даваме 2 минути, сите се чудат зашто се 2 минути, главниот на суди и после тоа, зашто му дадовте 2 минути? Ја гледаме ситуацијава, вика ова е црвен картон. Чекај, сега викаш дека е црвен, јас знам дека е црвен. Ако не, ти се чудиш зашто сме му дале 2 минути. Ако му дадовме црвен картон, проблем. Друга, идеме на Олимпијада, судиме, голманот се трга од гол, неќе да брани. Значи тоа не му се случило никој. Ти се тоа со твоето искуство треба да направиш како треба тоа да се изведе, ме разбираш? Значи, секога се случува у ракометот некои ситуации што Popunjavali smo mi te neke upitnike. Ja sam recimo tražio da se uvede jedna linija na recimo 9.25 liniju. Nova linija i da to važi 2 gola. Kao trojka u košarku. I onda ti recimo gubiš 4 razlike na minut i po do kraja, ali nije gotova utakmica. Ti ideš na dvojke. Može. Krilo trči u kontru, neće skoči sa 6, skoči se sa 10 metara, jer hoće da postigne 2 gola. Nešto će se desiti, recimo, da se bar nešto desi, ne postoji šansa. Ne postoji šansa, oni tebi daju da imaš 3 time-outa, ali ti
5 minuta prije kraja moraš da vratiš drugi ukoliko si već iskoristio jedan. Znači, zašto oni mene ne dozvole da ja u zadnja 2 napada spremim svoju ekipu za 2 kako rade u NBA? U NBA ti zadnja 3 minuta traje jedno 20 minuta. Ne možeš da dočekaš kraj utakmice. Znači, ima sad napad, ili sekoj može da vikne timeout, a ne ako vikneš ti ili igrač pa kazna. To je kazna. Znači, mnogo tih nedefinisanih pravila, ali rekao sam već, ako hoćete da malo dublje uđemo, to morate da mi date pare, pošto mene svaki put. Ja mislim, jednu stvar moram reći. Đokica me podsjetio što treba reći. Mislim da je ugrožen rukomet za olimpijadu. Ja sam rekao, ima jedna grupa ljudi koji hoće da se priključiti njoj, da oborimo to pravilo. Zašto? Radi se o tome što on govori, nova pravila su nam ukrali kolektivnu igru. Znači, rukomet više nije kolektivni sport. Oni su nama ukrali altruizam u igri, brigu za druga, suradnju. Sada Magdeburg prvak Evrope sa igračima Kristjansonom, Magnusonom i onim Šveđanom, kako se kaže? Klar. Oni su nama oteli igrače visoke kao što je Vujo, da mogu gol dati s 12 metara, 11 metara. Nema više. Sve se radi između 6 i 9 i sad radu dalje nepravdu, dozvoljavaju ta 3 igrača da upravljaju rukometom, koji je 1,20 m. Oni stalno mogu gol samo na 1 na 1. A ti si visok u strani, broj 3 i 4 su visoki i on ti one stvari diraju i onda je challenge, samo je pitanje da li će mu dati 2 minuta ili crveni karton. On na to nemaju pravo. On ima pravo isto kad kaže da nismo u ravnopravnoj poziciji. Challenge mi nemamo, nego oni samo challenge uzimaju za kaznu. Znači, bar da su to dozvolili, ako ja tražim challenge, mora mi ga dati, ako pogrešim, mi ne mora i dati. Jasno. Ali to mi moramo pravdu unesti u rukomet. Ako može odbojka, ako može... Oni su, dakle, nama uništili rukomet. Mi nemamo više visoke igrača, napadača. Sad se uzmu samo policajci, recimo Vespren, sastavljen sve od stranih igrača, osim Ligerbari, koji je policajac, u obrane igra. I sad su uzeli druga onoga iz Brazilca, iz Barcelone. Da, on isto ubija. Znači, to je ubijanje rukometa. Mi odbijamo djecu. Znači, i sad smo promijenili filozofiju i trenera. Oni uzimaju sve male motoričke igrače s kojima se vrlo postiže rezultat, vrlo rano, a odbacuju visoke igrače koji su budućnost. Nizozemska, Island, puno tih. Zato što ti visoki igrači trebaju odličnog trenera imati da ga obradi ko zlato. A to ovi ne mogu to i to rade. Znači, tu su takve rasprave treba biti, samo mislim da i bi trebalo biti, ja mislim da bi to bila najjači potez Viderera, da je jedan put skupio jedno 10 vrhunskih trenera, da imamo takvu raspravu što ti nama omogućuješ, da možemo slobodno reći pozitivno, da vidimo šta se da napraviti. I da su uključeni suci isto, zato sam rekao više tih ljudi koji sudjeluju u igri, da su unutra. Isto kao što kaže i Vujo i Lino, со правилата. Зашто да го лимитираш ти тренерот да у последни 5 минути смее да земе само еден тајм-аут? Кога најмногу му е потребно да спреми тактика, да добие надпревар, ти му даш право на еден тајм-аут. A može da ih čuva site, 3 da ih koristi na kraju. Tako je, zadnja 3 napada, hoću da pripremim svaku akciju da mi postignu gol ili ne postignu, ali ti smiriš, ne, kaže, nemaš pravo. Ali zašto, čuješ, što si ti meni dao ovo? Од ова што слушам, еден заклучок имам, кажи дали е вистина. Кога гледате утакмица, повише се нервирате него кога уживате. Да гледате зборам утакмица. Pa dobro, ima stvarno utakmica koje su vrhunske, recimo utakmica koju su sudili ova gospoda koja su prisutna ovdje, koja je bila Nantes i Aalborg, je jedna utakmica koja je primjerena u ovom vremenu i načinu igranja rukometa, brzini i svemu. Gubi se malo ljepota, u kom smislu? Jer toliko se brzo trči da kad je neki gol postignut i fenomenalan je, oni nemaju vremena da ga vrate na usporeno, tek u nekoj prekidu, ali to je prošlo. Jer je pali su još već 2 gola. I to malo gubi tu neku ljepotu rukometa. Ali ja pretpostavljam da Lino i ja komentarišemo taktiku trenera, manje obraćamo pažnju na suđenja, a oni vjerojatno gledaju svoje kolege sudije pa komentarišu te propuste. U svakom slučaju uvijek je lakše sa strane. Znate, kad gledate jednu partiju šaha, svi mi znamo sa strane koji potez, ali kad sednete za sto, malo je teško drhti ruka, znaš, da se povuče. Tako da
Nije lako, ovaj posao stvarno nije lak, ni njihov, ni naš. Секој го гледа на преворот на свој начин, како што каже Вујо. Судиите гледаат што судат судиите, тренерите гледаат што каква тактика приготвуваат тренерите. Секој играч си го гледа својата позиција што игра и прати што игра. Значи секој на свој начин ја гледа утакмицата на крај. Да. Сега, бидејќи имаме легенди тука, како што спомнавме, и ривалството го спомнавме и сето тоа. Ја би сакал Лино и Вујо, што би кажале еден за друг дека е најдобра карактеристика тренерска на другиот, аналитички гледано онака. Mogu ja kao mlađi da krenem pa će Lino to. Lino je izuzetno precizan trener. On dobro analizira protivnika, pripremi svoje igrače do najsitnijih detalja gdje su slabe tačke protivnika. I ogromne takmičar. On stalno svoju ekipu tera na onaj maksimum znači pod velikim pritiskom i na treningu i utakmice rade sa što manjim brojem grešaka. I u svakom slučaju je, kao što sami možete primijetiti, to svi mi znamo, jedan gospodin na terenu. Za razliku od mene koji znam da ponekad bude malo i vulgaran i takav sam karakter i šta znam ja, on je tu gospodin, a i vokabular mu je drugačiji kada recimo se obraća sudijama nego što ja to radim. Ali u svakom slučaju ja, Lina, bez obzira smo bili protivnici, partneri, u nekim trenucima i neprijatelji, izuzetno cenim i on je obeležio rukomet u svetu, u Evropi, logično, u Hrvatskoj. Mislim da nikad neće se roditi jedan trener koji će takve rezultate i napravio je ogromno pomak u makedonskom rukometu. Tako da za mene od 1 do 10, on je za mene 10. Lino, na Vujo koja mu je glavna karakteristika što onaka? Ja ću ovako reći, da ne misle da se dodvoravam zašto je lijepo rekao za mene. Recimo, ja s njime, ja ne znam, evo ako iskreno kažem, tog čovjeka ne mogu mrziti. Ne znam koliko da mi je protivnik, čak da mi je neprijatelj. Ne znam, on takav nekako čovjek da čujem i u Hrvatskoj. Puno ljudi ga voli. I zato što u njemu ima nešto, on je bio vrhunski igrač, najbolji na svijetu za mene. Ja sam ga vidio jedan puta, ja se njega sjećam, on se ne zna to. Ne znam, bio je jedan seminar u Beogradu i preko mosta se mora ići. On je prošao sam. Mi njega mimo išao, a nisam bio neki trener da me sada, umak sam trenirao. On je rekao, dobar dan, prvi. Ja sam hodao i poslije rekao, pa vidiš ti, on je bio vrhunski igrač. Ali vrhunski igrač nije samo da budeš na terenu, i van igrališta. I on je to pokazao. Evo to je jedan detalj, jedan običan koji za nekoga ništa, dobar dan. Da. Ali rekao je dobar dan s poštivanjem. Danas poštovanje je iznimno važno. Svakome, i bogatom, i siromašnom, i bogalju, i one koji šepa ili posusto, hoće biti poštivan. Mislim da to on njega ima, bez obzira što čini se ko neprijatelj, agresivan i tako. Ma nije, on je dobar čovjek. Mislim, stvarno je dobar čovjek. A trener, kod njega, osobno što ja mislim, da on ne smije nikako koplje baciti u trnje, on može još puno dati rukometu. Jer i njegovi savjeti na utakmici dolaze od čovjeka koji je u praksi, koji je igrač, bio vrhunski. I on možda traži i više nego što bi oni mogli, ali dajem smjernicu kako bi trebalo izgledati. Mi uvijek moramo gledati ono kako bi trebalo biti. Ne samo zagledati sad, zadovolji se sa malo. Neko od njega se ne zadovolja s malo, on je pobjednik. Isto hoće pobijediti bilo koga. I ne boji se nikoga. Тука сте многу слични. Odnosno kompetitivnost. Ali on je mlađi. Na različiti način go manifestira. Ali on je mlađi. Sad možeš kada čovjek je drugčije shvatiti od mene. Mene isto se može nekad loše shvatiti. Ali ja mislim da je on dobar čovjek. Vrhunski trener. Naravno. I treba još da radi, odnosno u smislu da još ima ušte. Još ima prostora od njega. Ja sam odličan ko savjetnik sada. Nisam da ovo, ali jesam ko savjetnik. Da ulažem u sebe isto puno i zato govorim onako, ja mislim, dosta mjerodavno. Пристапот на нив двајца, како се разликува во жарот на утакмицата? Значи, како влага Вујо кон судија, а како влага Лино кон судија? Види, самите коментари нивни са што ги кажа, си ги кажа карактерите на терен, например со Вујо кога сме суделе, знаеш дека 99% ќе дојдеш у инцидентна ситуација. Така. Агресивен настап према суди, мораш ти да настапиш исто, да му возвратиш. А ке Лино е па
Drugačije, познае, по-другачие, по холивудски што се По-дипломатски, а? Дипломатски. Не дека и со него не сме имале ситуации каде што Политички. доаѓа у конфликтна ситуација, ама на друг начин го манифестира, со други зборови. А со Вујо, како што си кажи сам. Чекај, али може поише да ти извади од контакт по дипломатскиот начин. Кој е тоа? Лино? Жаре, тоа на пример кај нас двајца повеќе не нервира кога некој се прави попаметен од тебе на терен и сака на дипломатски начин да те Ја за тоа кажеш. превари, матира. да те превари. А на пример кај Со Вујо знаеш на што кај си. Вујо знаеш на што си Исто ко со пред да мен. почне утакмица знаеш дека ќе се скараш. Тоа Сега нема сакав да кажам, нели би преферирале као судија по-директен пристап, барем едноставно кажи ми што имаш да кажеш и тоа е тоа, отколку сега ти оде нешто ми завиваш тактика, нешто Види, пробуваш тука да ми влезеш у мозок. Славе и Лино се слични. И двајцата се по дипломати, по политичари, затоа сме поделени. Гледаш, така, лево, така, десно. Да си Кисингер. Значи, они вртат ко Кишо, ко Фраговевца, ние Абе сме така и директивни. дојдоа, да. Джоле го возеше Вујо Славе Лино. Ali mislim, evo, kad bi stvarno se, kad bi skinuli mi smo to, da ja mislim da bi svi četiri imali pozitivno mišljenje. Da nismo mi sigurno, ono... znaš. Šta To kako sigurno. je, ja stvarno... Vidi, sport je sport. Je, da, Prvo sam ali... takav karakter da ne trpim autoritete. To je jedan problem, ali ajde. Da. Ja nemam nikakav problem da kad se obratim sudiji, da on, recimo, na jedan fin način meni dođe i kaže, moguće da si u pravu, ali smiri se, ja ću da radim svoj posao i ja kažem u redu, jer to logično. Ali kad on iz prve meni kaže, sedi, čekaj bre, ko si ti da mene ti kažeš, s kojim pravom ti mene sad hoćeš to da kažeš. I veoma često imaš sudije koji pogreše, ti reaguješ, oni shvataju svoju grešku, on uzme, recimo, svirao je sedmerac koji ne postoji, još isključi jednog igrača, duplo te kazni da bi potvrdio svoju grešku, što je kod mene način ne Тоа е stvori... потврдување на авторитетот. To je, Демек, јас to je сум neverovatno. Sad ovako, kada smo počeli i oni su nekako sa nama počinjali, ja mislim da su se oni promijenili za 100%. Ajde, ako procjentima pričam, mislim za 100%. Njihov pristup utakmicama, analiza trenera i protivnika, ovih samih igrača i odnos na terenu je totalno drugačiji. Ti sad vidiš dvojicu sudija koji za mene su najbolji par u Evropi, a samim tim i u svijetu, tako, koji na takav autoritetan način iznesu jednu izuzetno tešku utakmicu gdje bi se mnogo sudija pogubili. Oni to tako odsude ladno, fino, a ja znam da nije baš njima ni lako na terenu, ali oni tako deluju. Така е. Oni deluju sa toliko autoriteta, koliko god on možda sumnja u tu svoju odluku, ali on to drži da je to tako. I ja ih često analiziram, gledam sve u njihove utakmice, stvarno. I mislim da zadnjih 15 utakmica su dobili visoke ocjene. Sa manjim greškama koje i oni sami znaju, tako da ja im stvarno čestitam i stvarno mislim da su najbolji sudijski par u Evropi. Ja bih samo dodao ono prije da nam ne pobjegne. Ja vam kažem da jedan challenge dati njemu, meni, challenge. Ali ne jedan. Da će puno, jedan će već dovoljno da se događa jedna situacija da ti sad, i još ako prođe to što si ti primijetio, da si u pravu, da se uspostavi da si u pravu, mijenja se odluka, da ti ćeš imati kod suca i povjerenje veće. I ti u njega. Slušaj, sad ću ti kažem. A uopće nema šansu. Pošto smo mi takvi kakvi jesmo i naša svijest više je lopovska nego poštena, ti ćeš dozvoliti, recimo, sudija će tebi da pusti taj challenge jedan i da ga više nemaš. Da bi on na kraju osudio što njemu odgovara. On neće tebe pustiti da ti dođeš do 59. minuta i da tad mu zadnji taj napad provjeravaš. Imaš challenge. Ti ćeš izgubiti taj challenge mnogo ranije, ako već on hoće da ti nešto naudi. Tako da... Ali ako kažeš da je challenge ispravan bio, onda ti daju dalje šansu da ti challenge tražiš. Pa on će tebe sve vući dok ne izgineš. Ali stvarno smatram da bi, recimo, jedan po poluvremenu, ne možeš da svaku odluku da tražiš. I naravno da ti nećeš tražiti za nešto što ti u tom trenutku. Ja ću tražiti challenge ako vodim 7-2. Sigurno. Neću da ga izgubim, ali ću tražiti negdje gdje rezultat mi dozvoljava tako nešto. Кога сме кај челендж имало многу такви спорни некои моменти. Еден спорен момент за челендж е
момент кој што го разговаравме со Славе и Ѓорги. Имаше на финалето, нели 59-та минута, знаат сите што го следеле, се случи моментов каде што Карачич направи чекори, така? Заигра тешкото. Заигра тешкото, еве го фактички. Тоа ситното беше. Еве го, моментот. И тука вие судите чекори и верувам дека веднаш реакцијата од публикава, тоест од хрвативе, не е баш некоја си многу добра реакција, така? А Лино е таму. Со Лино претпоставувам се знаете многу Добро. добро. Си го знаеме пациентот многу добро. Нека се години. И автоматски знаеме човекот чим нешто се буни, знаеме си прави алиби сега за квалификациите. И све што следува ви е јасно, а? Све ни е јасно. Чека, а нема онака мала доза на страфот, типот на леле, што се деси, фала Богу да беа чекори, бидејќи вие одлучувате у милисекунда. У секунда, тоа стално ние го правиме. Ние треба да одлучиме у милисекунда, а некој го гледа 5 пати на репетиција, уште 100 пати и пак не може да го долова тој момент. Може ли пред да каже Лино, ние да кажеме како беше? Ајде еден сетап. Ајде еден сетап. Значи има тайм-аут. Има уште 20 секунди до крај на утакмицата. Види, секако дека Лино Само извиниш еден мал вовед. Ова е мега, да знаат, да не заборавиле луѓето. Мега битна утакмица, Хрватска-Шпанија финале. Лино нема освоено само злато од европско. Така. Притисокот е на нас. Еден разлика за Шпанија. Еден разлика за Шпанија и сега гледај, он има, почне. мора да се каже, изузетно тешко полуфинале има. Нивните играчи беа максимално потрошени. Шпанија немаше толку тешко полуфинале, али не, тоа е небитно. Добро. Има уште 20 секунди до крајот прилика. Ја и Славе доаѓаме, он има тайм-аут и викаме, слушај, најубаво е да заврши утакмицава неречено, па кој е бољи у продолжетци, Решете. нека си победи. И се исто кој што има тайм-аут они, си имаме тайм-аут ние нели меѓу себе. Почнува утакмицата, еве Славе ќе го каже тоа. Ова си го кажувате Ова меѓу си го себе, кажуваме меѓу себе ја и Славе. Така. Види, пошто знаеме реакцијата на Лино каква ќе биде ако изгуби. Да. И што беше. Викаме, слушај брат, ова иде, има напад Хрватска. Нека дадат гол, гол, завршува нерешено. И идеме на продолжеци. Кој е подобар сега, нека си победи, реши, да тоа не ја нема, решаваме ние утакмица. Сигурно не ми е Шпанија помил. И се случува ово. И сега тргам ја, нели да слушај, тргне слушај. на Преваров да Он не ги гледа од играчите, не ме гледа мене. Трчам од едниот гол према другиот и како ни е движењето веќе и се местам на позиција на гол судија. Само што се вртам према игралиштево, слушам свирка што е претпознатлива за нас судиите дека суди судијата у поле, ама за контра одлука за да му одземе топката. Она подолга свирка појака. Ја му викам, црни Џоле, што судиш? И он ќути, му викам, абе Џоле, што направи? на микрофончето. Што направи? Абе брат, чекори. Абе викам, се судат ли сега чекори? Брат, мора вика 8 ми направи. Ја викам, добро. И јас чекав момент да заврши утакмица. Не ни стоев на нервозен. Видам да гледам на YouTube дали су кораци. Да, али слушај сега што е работа. Замисли да даде Хрватска гол од чекори. Ке не изедеа, живи ке не изедеа. Знаеш кој е притисокот на нас? Невиден. И ја му викам, ајде да беа 3, 4. Ке прогледаш низ прсти некако. Многу беа. Тоа е појако од тебе, инстинкт е тоа. Автоматски. Прелина. Молим те, извинјам се. Ја гледам утакмицу, сви гледамо наravno ту утакмицу. Ти си И публика. ја видим корак. Ја кажам, еј, а пре него што е тоа, кажам, ал па Đokića и Славе суде, Lino е тамо, тоа е шема, тоа е Буразов, знаеш. И ја кажам, еј, бре, кораци. Đole, Burazov, koracи. Ja kažem, au, Đole, svaka čast. Majke mi, ja kažem, au, je li moguće da ih je svirao? Ja sam, ja koraci. Vujo, si igraš Đole, muda. Ne, svaka čast, mislim, apsolutno. I naravno onda vidimo da Lina kaže, ovi lopovi su nas pokrali. Lino, kako reagiraš koga slušaš svirku? Ne, ovo moram komentirati. Mislim, ovo što je Đokica rekao, jako detaljno je rekao i ovo što je rekao, sve u pravu. Bio je pritisak veliki, mi smo luci tešku i ja sam htio tu titulu, naravno. I možda zbog toga što sam toliko htio tu titulu, možda više nisi objektivan, više subjektivan postaješ. Meni su tamo 3 detalja na toj utakmici bila jako bitna. Ne ovo 4 korake, to je meni bilo jasno. Dobro. I odlično je rezonirao da je tako sam ja mislio, a to nisu ni krivi,
da očekivao da mi ćemo dati gol u tom napadu, bit će produžeci. I to je točno upravo bilo. Sve je to. Sporne su tamo 3 detalja. Uopće nisu ti koraci bili sporni. Meni je to jasno. Ja sam isto djevica, analiza teška, koji oni. Dakle, oni su, mislim, i odlično su u utakmicu, samo su mi 3 detalja bili sumnjivi. Prvo, poništa 3 naša gola, jer je ko Marić dao gol je prije pao u prostor i ponavlja se sedmerac je, ne poštio se. Sumnjivo mi je dao 3 puta, takvi se slučaje možda u njihovoj karijeri događa jedanput. Kako to na jednoj utakmici 3 puta to? Znači on daje gol, poništava se, ali penal. A znaš zašto? Onda mi zločest sam. Dobro. Znači u 3 mogućnosti kad daješ 3 penala, on može full dat penal. Jedan na to se završava gol, 0, tako je nerešeno. Dolje, ne koraci, nego meni je sjedan slučaj kad je bilo 20-19 za nas. Mi smo njima uzeli loptu i vodi ovaj mali ljevak, ovaj visoki, pomognite mi. Naš Stepančić vodi loptu, a Kanelas juri Horvata očekujući da će on dati loptu u kontru Kanelasu. Horvatu. Međutim, on sam vodi, on mijenja odluku, vraća se i ide pod tog našeg ljevaka. Pa to ne može biti probijanje. Mi smo izgubili loptu. Uzeli nam loptu. Aha, on ne prati Horvata da bi... Ne, on bježi od Horvata, više zna da ništa. I on je u pokretu, znači pravilo to koje predviđa je apsolutno ja. I sad treća, da mi kaže kad su oni izgubili loptu, a sada ovako čuva loptu mali brat. Kako se zove? A ne... Brat, 2 brata. Dušebaj. Znači, ne da nama da dođemo do lopte. Znači, on sakriva. To je naša lopta. Ne može on više meni bez lopte. On izgubio loptu, on sada, lopta je tu i sad on ne da našima da dođe do lopte. To su 3 strašne odluke. Vujo neka kažem pozicija na publika pred... Ali, ja praštam to. Možda se nisam, možda nisam pravo, možda nisam pravo, ali ja kažem, ja sam djevica gledam. Ali on je jako analizirao utakmicu točno. Ja sam možda pod osjećajem, a nije lako biti trener. Da su to ranije sudili, ne bi došlo do ovih koraka. Ne bi došlo. Tako je, upravo. Koraci su meni jasni da su bili koraci. Nisu uopće ja njih, iako je to pisalo u novinama, da sam ja punio. Ma ne, ja sam znao da su koraci. Pa ljudi, ja sam djevica, ja ću to analizirati svakoga. Kao što sam onoga, zašto sam dao ostavku ja na ovu funkciju trenera u Zagrebu, u reprezentaciji Hrvatske. Zato što nisam to mogao podnijeti. Jer mi je rekao Šola, da to nisi napravio, ne bi te poštivao kod trenera. Šta je bilo? Ja sam bio toliko bolestan da završio sam u bolnici poslije, kad sam se vratio kući na operaciju. Znači, ako je netko žrtvovao sebe, svoje zdravlje za taj turnir bezvezni, jer je bilo COVID, znači ništa to ne znači. Znači, niti smo bili spremni, ja bolestan, uopće spreman, sa igračima nisam nijedan trening održao u Egiptu, nijedan. Došla 2 Crnogorca i pokrali nas. Nemoj moliti o Crnogorcima, kad se moli. Šuti ti. I kad sam to čuo, vidio, čemu to? I još podjebavanje, da ne kažem što smo mi radili. I još, pazi, ja sam žrtvovao život čovječe. Ne svi kažeš. Pa da, mislim to. Ali ovo se slažem, ovo mi nije to. Ja sam čisto zbog toga što ništa nisam to mogao trpjeti. A ovo je Đokica dobro rekao. Ja sam pod osjećajem, tim pritiskom... A da li su oni svjesni koliko oni utiču na naš život, na naše karijere, naše zdravlje? I neodgovor. Ali on je dobro mislio da bi tako trebalo biti na kraju, da spasi nerešeno, da bude stvarno, da se odluči u produžetku. Mislim da ga treba diplomatat da kaže, ne Đole. Diplomatat ja bi ga uključio. Poslije nisam ni to vidio pričati, jer mi smo bili krivi što nismo došli do toga. Znači, ne možem nikako da го negирам Лино дека постоеле такви ситуации на тој надпревар, ali кога го гледаш надпреварот треба да го гледаш 60 минути. Значи сигурно постоели 3 грешки на страна према Шпанија. Тако е. Можда и тие влијале да е само една разлика, можда да не сме направиле, би било 3-4 разлика за Шпанија. Така да у 60 минути сигурно постоеле грешки. Не сме имале прилика да разговараме за оваа ситуација. Чека, прв пат го зборите. Ова го збориме прв пат. Значи никогаш не сме имале прилика после таа такмица. Друго сакам да кажам, ова да го потврдиме, тој е челенџот. Судија.
ако сака да ти наштети, Аха. нема да онда чека 60 минути. Посебно паметен некој. И тогаш ти е джабе Шахиста. челенџот. Што вика Вујо, судија ќе ја сработи работата пред тоа. 4 Не ти минути треба крај, шта челендж. ти челендж. А Да, Вујо, нема објективно, они се такви суди. Ако сакаат, Не, они su dajmo i za priznajem, to така, nema. ако сака да ти наштеди, Pa nema neko grešio. Kada govorimo o greškama, Ja. nije ista Mislim, greška nema greške. u 6. minutu i u 59. Не. Така е. Meni kad igrač promaši Da. sedmerac i zicer u 3. minutu, ne, imaš još. Tak. Ali kad ga promaši u zadnjoj sekundi kod nerešenog, o čemu Bolje da se pričamo? skrije. Znači, ja sam pisao jednu kolumnu kako je Oskar koji dobijamo mi kao sportisti ne važe ništa. Aha. Jer ti kada dobiješ Oskar za glumu, on tu svoju scenu ponavlja 50 puta, doveja dublere, oni to miksuju Da, i on točno, posle da. izlazi, film je i ti ga gledaš, dobije Oskar za tu ulogu. Ovaj pjevač snimi, ima ona matrica, otvara usta. Sportista je bio fantastičan, igra, postigao je toliko golova, dođe finale svjetskog prvenstva, 11-terac, kraj, on promaši, gotovo. Sve ono Roberto što je radio, Baggio. radio. Tako da je taj naš posao zavisi od jedne sekunde, od jednog skoka, jedne stative, od jedne lopte i jako je zahtjevan i tu ti niko ne sudi pjevačima ili to je publika. Nama sude neki ljudi u crnom. Dobro da su promijenili sad više od Nema više, sad sve ima osven crno, nema crno. Ranije je bilo ljudi u crnom, ti Plavo, osude pomarančasto. i ti Sad je nemaš zelena pravo. актуелна. Зеленка, Зелена е зеленка. sad актуелна. Da. Енего дресот доаш, го гледаш? Ето го таму. Да. Ето го зеленкастото. Има два дреса треба да Два има. има, Жаре. два има. Не за волја на вистината има уште Жаре, уште само- еден има, Слави уште Додека еден. го да носиш вртиме на да тоа. објасниме за публиката. Не, за само да го отвориме. Позади ли? Еве го. Ама, Браво. тука се. Тука се. Да, гледај. Ставио и за Барса. И за Барса. И тука Барса, се, види, и тука Барса се бунеа сега против нас. Сме им досудиле 3 црвени картони, од кои 2 црвени картони во последна минута. Свети Барса нека е, ако се црвени картони, се црвени картони. Da. Вујо, како што кажа, не е грешката иста во 5 минута и во последни 5 минути. Значи, ја и Ѓоко кога држиме семинари на помладите суди, секдека тоа го збориме. Значи, прави што ќе правиш 55 минути, никој не ти ги гледа грешките од тие 5. Последни 5 минути мораш да 300% отвориш 200 концентрација. очи, не 2 очи. Тука се одлучува над преворот и тука не смееш грешка да направиш, кардинална, која ќе влие на резултат. Сега со овој VR што го донесоа, значи нас судиите ни е многу полесно. Кога се одлучува сега некој надпревари, заврши еден разлика, каков и да бил тој гол, ти имаш право да го погледнеш, дали да е исправен одлучиш, или да не. промениш, така е, да. Дури ни дава право сега. Да се вратиш две Тој што го ситуации дава поназад. голот, го дал исправно. Меѓутоа ти дава правилото право, тој што му ја додал топката на тој што го дал голот, ако тој направил прекршок на правилата, Пак да. го поништуваш голот. Еве, гледај се, Значи- на пример, имавме Франција, Египет, четврт финале, во Загреб. И сега што се случува? Карабатич дава гол. Ама имаат несреќа Египет, дека во Загреб Да. семафорот Семафорот, има да. 59 Стотинки покажува. и уште Аха. 57 стотинки, значи уште 3 А стотинки. обично како е на друго Па место? нема обично стотинки. нема стотинки. Nema stotinki. Нема I prošla стотинки. sekunda. Само секундата поминала и крај. 59, ова останува 0,3. Десетинка има само. 0,3 Да, стотинки десетинките ги има, останува. стотинките ги нема Так, на а друго. овде има и Овде стотинки. Има стотинки. И сега слушај, ние идеме да гледаме првен го гледаме времето. Дека има уште 3 стотинки. Не можеш да го признаеш одма голот. Се враќаш една ситуација поназад да Дали видиш изгледа дали е правилно? исправен голот. Значи дали е во позицијата што ја изведува Правилно. исправен. И сега што се случува? Одма после тој гол искочи еден наслов во хрватски новини. Дали е гол био исправен? И сега они гледај што прават. Они, пошто кога ја изведуваш од центар топката, ти можеш топката да ја држиш 3 секунди. Така, и кога ќе дам ја знак за свирка, они може да трчат веќе напред, крилата и останатите. И сега, они ја замрзнале ситуацијата, например, ние сме дале знак за свирка, Аха. и еден или двајца веќе се напред, а они ја држи уште топката. уште не ја пушта. Дали, И ама вика- кога ќе ја гледаш целата ситуација, ќе видиш дека не е тоа Еве така. со играчите се внатре, неправилно е даден гол. Така. И Ама тоа ти одма на знаеш, сликата не можеш да го слушнеш кај звукот. нас Taj новините. tekst je Lino naručio za nas. Па види, некој наручило таму што не му одговарала Франција. Posle, nisam više aktivan. Некој со добро познавање рукометне правила. Zamisliti. Meni, Замисли ти до кај. И одма тука кај нас превземаат, нити проверуваат, нити ова. Добро, одма ги тоа е демантираат. модерното време е Модерно такво, тоа, да, само насловот важи. Ништо друго не е битно. Ни дали си гледал, дали си слушал, Така дали е. ништо.
Кога доаѓаат празниците, убаво им е на сите сетила. Уживаат и очите, и ушите, мислите ни се позитивни, па редно е и да го вкусиме ова фино чувство. Божиќен чај, мојот мал празничен ритуал. Внесете и вие топлина и радост во овие денови. Среќни празници. Среќни празници. За вечерва ви го издвојуваме божикниот чај на Good Nature, спој на билки и зачини кои ќе ви предизвикаат специјално празнично расположение. Чајот ја дава топлата црвено-кафеава боја која потсетува на карактеристичната боја што го одликува празникот и нормално. Затоа се вика божикен чај на Good Nature. Вкус што потсетува на божик. Празниците секогаш почнуваат каде? Во кујната. Нормално, со мирисот на нешто што се пече полека, баш како што треба. И кога рерната знае што прави, јас можам да си се опуштам. Со горење рерните добивам совршено печење, рамномерна топлина и резултат што секогаш успева. Затоа што празниците не се само за храната, туку за моментите што ги создаваме. Затоа горење. Пробиотскиот јогурт Balance Plus е незаменлив дел од секојдневната исхрана на многу луѓе кои се грижат за своето здравје, благодарение на бројните придобивки што ги има врз органите за варење и воспоставувањето рамнотежа во организмот. Со секојдневно конзумирање на Balance Plus внесувате доза на протеини, пробиотици и влакна во организмот, со тоа многу помали се шансите да настанат проблеми. И затоа секој ден ни е потребен Balance Plus. Ајде подсетиме од некој од другите гостувања. Дајте од Вујо нешто од минатиот пат, кога Вујо беше. Meni je sin rekao, tata, ajde da igramo, kaže, imao je 17-18 godina, da igramo basket i da ako te pobedim da mi kupiš onaj skuter, motor. Dobro. Ja kažem, čekaj sine, kako misliš da igramo? Pa kaže, tata, 1 na 1 i ko stigne do 21, ja kažem, sine, ovako ćemo da igramo. Ako postigneš 5 poena, tata ti kupuje motor. Opa! I idemo da igramo na teren. Dolaze komšije, kumovi, prijatelji, ćerka, žena, svi dolaze, svi navijaju. Svi za njega navijaju, naravno. No. I on povede sa 4-0 i završi se 21-4 za mene. Zadnji poen ulazi moja kćerka da me uhvati za ruku, za nogu, da bi brat postigao poen. Ja nju otrese, ona padne, raskrvavi lakat i ne dam da me pobedi. I idemo kući, svi idu jednom stranu ulice, ja sam idem sa drugom. Sam idem, niko ne razgovara sa mnom. Tako da, ali opet, naravno, sam mu kupio taj motor, ali mora da ga zasluži. Koji je? Da bi svi navijali za... Лино, се пронаоѓаш во причата за To компетитивност? moja žena, sve za unuke, sve protiv mene. Ja moram da ispričam jednu anegdotu iz Vardara. Igrali smo u Kavadarcima i vodimo 14 razlike, 7 minuta. Ja skoro cijelu postavu promenim, pustimo igrače koji manje igraju. U tih 7 minuta Kavadarci naprave 7 razlike. Znači, završi se 7 razlike. Ja kažem, uđem u slačionicu, kažem, dobro momci, dobro je ovo bilo, nije loše, trening je sutra u 6 sati, ujutro. Bio neki Kovalenko, u 6? Rus, ja kažem, u 6. U 6 jebem li ti sunce, znaš. I u 6 ujutro, oni niko ne vidi bijelu mačku. Oni su mrtvi. Ja kažem, ovako, momci, milioni ljudi na zemljinoj kugli i već koliko više milijardi ustaju ujutro, razvozi mleko, vozi decu u školu, ide na svoj posao u rudnike i svoj novac zarađuje pošteno. A vi radite ono što volite i zajebavate se s tim. Sljedeći put kad se ponovi ovakva utakmica, trenirat ćemo u 5, pa u 4 ujutro, imam ključ od dvorane, Ako treba u 3 u 3. Pa da vidimo. I te godine smo mi, znači, osvojili kup i prvenstvo, iako je Metalurg uvijek bio dobar, i uvijek dolazimo do onog da lepa reč gvozdena vrata otvara. Stvarno, mislim, to je jedno pravilo. Znači... U pravo vreme kažano. Da. Ама, знаеш, и Лино е компетитивен. Сега не знам дали имаш вакви случаи 27-4 да тепа. Пинг-понг? Имao je on To je naučio. sa unučićem. Лино игра одлично пинг-понг.
Ali me sjevo. Ste Jedna igrali? će izgubi od mene, da. Čuči i to. Imam je dobiti na svim frontovima. Nije mu dovoljno na igralištu. Moj Lino. Moj. Koliko smo mi legende, a u stvari oni rade šta hoće. Pa da, tako je, majstor. Ping-pong opasan, Vujo, Sad kad opasan su izađemo ping-pong. odavde idemo taksim, ja Vujo, hotel, ne спомнувам idemo. видео кумови. И за мене ми има една интересна работа, стварно многу добар пријател на Вујо. Вие сте кумови сега. Сега сме кумови, да. Јас сум кум на Vujo пријателот. Ама не испаднала приказката, не била од увек така весела и романтична. Сте почнали не баш како Ne, пријатели. nije, mislim, bila je jedna utakmica u Ljubušku gdje je moj prijatelj došao da tu utakmicu gleda. On, poznavajući situaciju da smo Đole i ja imali nekih konfliktnih situacija, nezadovoljan suđenjem, dobacivao je. Па и ти сигурно си зборел за Джоле некои работи. Ne, bre, ja na uvijek o prijateljov. njemu najbolje. I onda je taj moj prijatelj dobacivao. Аха. Naravno da je Đole zaboravio na utakmicu, Slave je sudio, a Đole ga traži po gledalištu, ja ću da ima da te nađem, ovo ono i da И едно време ми се скри од другата страна у Љубушки, вика, ама те најдов И тоа. ти судиш и му собрагаш on му ga собрагаш. Pa da bre, oni ne menjaju ni strane, ni ništa, Slave trči. Pa čekaj, ko je bio kontrolator? Nije bitno, to je bio neki moj prijatelj koji je bio ljut na neke odluke koje su oni imali. Koji je sina govorio, još je pritisak. I oni se poslije utakmice nisu sreli, što je sreća, tako da... Него најде. I onda Nego najdo ja pa sam go bio bar. trener u Nišu, a Đokica je veliki ljubitelj životinja i trebao je da donese neke pernata stvorenja, više ne znam kakva su ta što on nosi, i nije imao rješenje. Ja kažem, dolazi jedan moj drugar iz Beograda, Pazove, može on. I ode da preuzme i uzme te kokoške koje smrde, da je to katastrofa, a on ti je bosovo odelo, kravata, Gospodin, upet. on je uvek gospodin. To smrdi, još kad je video za koga nosi kokoške. I onda kad su se sreli, naravno da su prevazišli taj detalj. Kasnije je u jednom teškom trenutku Đole bio uz tog mog prijatelja i na kraju su kumovi i veliki prijatelji. I eto, to je jedna jako lijepa priča. А ти кога го виде со кокошките? Кога го видов со кокошките, све ми беше јасно. Ама, како што каже Vujo, одма поминавме преку тоа, од тога се задруживме максимално, до ден денес сме нераздвоени. Значи нема ден да не се чуеме, нема бару месец дена еднаш да не се видиме. Дали они да дојдат во Македонија, ја да отидам во Пазова или во Белград, Sad su oni bolji prijatelji nego ja, razumiješ? Обично тоа така било. Па еволуираат работите. Иначе он е, значи, најголем фан на Партизан што постои, а јас сум за Звезда. И тоа е, знаеш, конфликт невиден. Иначе живее на Хумска 6. Значи, од станот го гледа стадионот на Партизан. Ги има сите могучи карти на Партизан годишни. У сите спортови. Нема што не прати. Нема што не прати спорт. А јас сум кум, го крстевме неговиот син Стефан се вика и го крстевме кај нас во Македонија, во Бигорски, и секогаш користиме прилика кога и да дојдат, да тркнеме до таму, да уживаме во убавините, знаеш што ги пружа Македонија и нашите манастири. Он е многу побожна личност, секогаш иде на литургија, секоја недела. Имам ја пријатели од Белград што идат константно, меѓутоа вика, вашите манастири кои што се средени, тешко кој манастир е среден. Добро, браво. Многу убава приказка, кај еволуцијата на односите помеѓу двајца ватрени, така да кажеме. Види, јас сум 3 пати луѓе. Слушај, има и друга една еволуција што ја имаш ти со друг човек. Ако може од гостувањето на Vujo друг еден сегмент да пустите. Šta je, bro? Šta si Vujo, ti glavni glumac ovdje? Pa nisam, Lino, izvini, molim te. Ние спремни. Последно едно видео да видиме да се подсетиме. Ова е наш добар пријател на емисијата, Начевски. Ovog se ne sjećam ja ovo. Ne? Ne znam, ovog stvarno se ne sjećam. Оде, што се случува со Ѓорги? Што е работа? Šta je najveća fora? Ива, кога беше Vujo, извини, која година од прилика? Ne, ja se ne sjećam što sam jeo juče, koje godine. To su bila ta vremena Vardara, utakmica sa Metalurgom koja odlučuje titulu, sukob jedan koji smo imali nas dvojica. Kao što vidite, ja kad vidim sebe ovako, ja kažem ovaj čovjek nije normalan.
Majke moje. Сериозно? Časna reč, ja kažem, ovaj nije, ovaj je ludak, znaš. I sad vi koji me ovdje posmatrate kaže, vidi ga, a ovako je simpatičan, drag. Baš je džentlmen. Vi kako ne bi čovjek muvu zgazio, kako? Ali mi smo taj sukob prevazišli, čak imamo jedan jako korektan odnos i mislim da i on tada bio jako mlad sudija, ja trener, puno mlađi, da bi sad to drugačije sve izgledalo. Žao mi je zbog toga što se desilo, ali не поновило се да така. Супер сте и двајцата, ето и тој суди големи финалиња и вие сте си тоа што сте апсолутно, да, добро. Малку на шала. Ето, сега одлични пријатели. А колко лепше сад изгледamo nego tada. Он с наочарima, ја го видели? Коса, Пуште катастрофа. дедо некако да ми се види. Да, по-буцко и со наочари. Случај, наочарите одамна ги тргнавме. 2009 кога беше светското у Загреб правев операција и како што дојав тука, се степав пред Рамстор со тројца албанци и морав уште еднаш да правам операција и нема више наочари. Не, ама еве и вие сте еволуирани, гледаш? Ma sigurno, vidi, najbolje je znati da praštaš. To je velika stvar i humani ljudi to znaju da rade. Tako. Iako ja se veoma teško odlučujem da kažem da mi je neki sudija prijatelj, pošto kod njih je to diskutabilno, je li, Limer? Ti imaš mnogo prijatelja sudija? Da. Šalim se. Glupo je reći da ti je neko prijatelj i očekivati da ti pomogne na terenu. Ja, ako mi ikada budu sudili, evo sad javno kažem, da nikad ne moraju da mi daju ni jednu loptu, ali da mi ne uzmu ni jednu. I ja sam sa tim zadovoljan. To je jedina formula kao će naše prijateljstvo da opstane na tom nivou. Pa dobro, така е. И нема што повеќе да сака еден професионалец. Svaki trener koji je vrhunski će tak reći. Da. Mislim, Jasno. jer onda mi je sve jasno, razumiješ? Гледате 1 на 1, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Вино, гледаш, следиш уште активно ракомет, донака... Све. Да? Da. Значи, не си од оние цел живот, поминав доста ми од тоа. Ne. Postoji kronološka dob na koju ne možeš utjecati. To je Koji će živjeti? Znaš koliko će živjeti? Ko maslina će živjeti? biološka dob ti mogućuje da može biti mlađi nego kronološka dob. Znači, a to me drži, evo pišem knjigu i tako, radim, predajem i tako. To radim. Znači, unutra sam. Мислам и дека на македонски ја има или, ако не грешам, ќе се издаде на македонски, така? Da. Да. Kuneti su one kornjače sa Galapagosa, da će se zaboraviti koliko će Lino da živi. Dobro ti misliš. Ja iskreno mislim, Kako ne? mentalno si perfektan, fizički si perfektan, znači nema razloga. Не се променил. Živi na moru, jede Podržat ću te, ne brini, podržat ću te. Кога збориме за тензични моменти, кој играч си го имал во тим, да речеме, кој што знаел најгосподски, значи на страна од тебе, те тргаме тебе од страна. Си имал ли играч што знаел да смири тензија поприлично успешно? Pa mislim da Mirko Lovski mi djeluje dosta suzdržan u tome, iako on isto proživljava utakmicu, ali ne misli da bi trebalo sad dalje frku raditi ili da smirimo se, koncentriramo se sad šta je. Znaš, nekad igrač ti da neku možda, znaš, svi smo mi ljudi od krvi mesa, nekada i mi pretjerujemo zbog, ne znam, osjećaja ovoga, onoga. A čuj, nema nepogrešivog trenera, nema nepogrešivog suca, to moramo shvatiti, jel? Tako da nekad od igrača se možeš dobiti dobar savjet. Секако. Знаеш, зашто потребно е тоа во тензијата, некој мора да е возрасен, како да кажам, некој мора да... Морам ти кажам една анекдота со Лино. Колку е он тактичар и колку е осмислено све. Дипломатски. Судиме ние една утакмица, пријателска, Металург, Веспрем. И сега слушај. Има еден тайм-аут, нервозна, сакаат да добијат нормално, човечки е да сакаш да добиеш. Ако е пријателска. И он им кажува на тайм-аут. А он не знае дека, мислам, он може да и знае, дека тайм-аутот иде на телевизија, а ние имаме човек буквално што е над нас и он вака им вика на играчите. Идите сви на судие, не могу вас све исклучим. Зависли.
To se doživio kod njega u kupu. Idu kod suca, kako ne? Hvatao si suca, po celom igralištu si išao. U tom času je menjao... I to Staničke je uzirešeni krivini. Ja ću isto. Ali stvarno je bilo tako. Igramo kup u kojem oni vode 19-14. Da, u Borislavu 19-14. Gubimo utakmicu, završena je priča. Uzimamo neki time out i kažem ovako, ti, vaš četvorica, idete da jurite sudije, vi petorica ne date, nemoj niko da ga je udario, nemoj nešto sačeo, hoću samo da napravite haos. I tu se nastavlja haos, komiti skaču, urnebije se, Lino, Levče sa klupe, ja na njih, ono, i tu nastaje jedan šok. Nastaje šok u kojem mi utakmicu dobijamo 22, 21, znači oni presvrt. Ali pazi, ali sam ga pohvalio sa čovjeci poslije. Naprimjer, mater, ali poslije sam rekao, jebi ga, on se sjetio. Da. Treba se sjetiti. Da, to i treba. I ja bi tako. On je kod danas na onoj strani tamo je cijelo vreme... To je golem trener, da znaš da napraviš presvrt, da gi razbudiš igrači, da gi razbudiš. Ne gubim, bio napadaju 6-4 i ovaj Kozina je bješao i on promaši sa crte. Mislim, to je jedan dio koji treba malo Bog da te pogleda. Tako. Treba nešto da se sluči. I onda ekipa počne se diže, nastane panika, ove sudije počnu da sumnjaju u svoje odluke. Grupa ona komita koja je uvek uz nas, kaže čoveče, ako ovdje nešto zeznemo, to će biti ludilo i ti onda tu uhvatiš. Ali to nije formula kojom tu uvijek možda se ponašaš. Nema toga i sve je drugačije. Danas je drugačije. Ovo isto moramo ispričati. Ovo što se nisam imao. Bilo isto slučaj. Igramo kod njih. Metalurg. Ono što se stavlja u mašinu, one bijele, one, kako se kaže, one papir, što se onako, pa se baca na igralište. Roli papiri, na našoj strani snijeg. Cijeloj strani snijeg. A on normalno trenira zagrijavanje i kaže meni, ovi igrači gledaju, meni je govorim, baš tom tati, kažem, pa prekinimo utakmicu, prije mi ne možemo zagrijavati, da igram. A on kaže, pa idi ti vani ako smiješ. Pa idi pa prekini. Utakmicu, ovi viću Vujo, majstore, Vujo, ovo ti, on ima publiku, ti gotovo, tu nema ništa tu. I ja sad, ništa, ja sad u šoku, ne znam šta da radim. I kaže meni igrači, oni sjedite na klupi, nemojte to mučiti trenera, dođeš u glavu, znaš, može da te oči povedi, ne znam šta. I kaže meni, pita me, Mojso, šta da igramo? Pa mijenja se koncepcija. Kaže, koja? Pa igramo 3-2-1 i kad uđemo unutra, da svakoga sredi, da ne može do kraja, da ih se iznerviramo. Oni sad, kako se oni usude nas tući u pičku materinu ovdje? I mi ih skontrirali. Mi ipak tu se dobili, pazi to. Znači, sve se može u određenom trenutku, nije sad da je to... Ne znam, se koji je bio sudijski par, znači, u trenutku kad ja dignem ruku, cijela strana komita skače na sudije, razumiješ? I ovaj dolazi i kaže, Vujo, ima da dižem ruku, ali nemoj više da dižem kad te molim. Budi miran, kaže, ja ću dižem svaki čas. A samo što bila utakmice ne ponovili. To je bilo, sad bi rađe ljudi gledali takve utakmice, ovo što sad vide se. Jer ono je bilo puno strasti, puno nadmudrivanja, svačim se služiš. Ali vidi, Skoplju je trebalo takva, meni je žao što se desilo ovo sa Metalurgom, ali ipak se pokazalo da jedini ozbiljan rukometni brend u Makedoniji su Vardar i Pelister. Sve ovo je dobro i liga ide i da se niko ne uvredi. Jedini brend rukometni su Vardar i Pelister, to pokazuju i dan danas. Toliko godina, pogotovo ja moram da spominjem Mihajla Mihajlovskog, koji je jedan čovjek van svog vremena, koji je održao taj klub, koji to radi na vrhunski način, bio i predsjednik Saveza i održao taj klub. I dan danas je tu. I Pelister koji pravi jedan jako dobar posao i koji oba dvije ekipe u Evropi postižu zapažene rezultate. I ja mislim da u ovom trenutku Makedonija ima najjaču ligu na prostorima bivše Jugoslavije. Siguran sam. Znači, Hrvatska nema, Srbija nema to, da ne govorimo o ostalima. Sa 4 kluba vrhunska i sa još 1-2 koji mogu da pariraju, oni imaju apsolutno najjaču ligu. Pa dobro, to se počива na ova osnova što zborite vi. Pa dobro, ovo naše je prošlo i sve to... Moraše to da se desi za da interes od... Pa jeste, dobro, slažemo se mi. Da bi mogao da trčiš, moraš prvo da puziš. Jasno je to. И дали сплет на околностите, секогаш во ракометот,
биле најјаките бизнисмени, биле секогаш инволвирани во ракомет. Од Така е. председатели, Така е. па до газди на клубови и така. Значи ние имаме таа среќа. Точно, да. Јас судам оваа година точно 31 година као што судам, Славе суди 2 години повише од мене, постаре човек. И да. Не е битно колку изгледаш, на крај се бројат годините. Сме имале честа и доблеста да судиме и да бидеме суди во тоа време кога тренери биле Лино и Вујо на нашиве простори, кога Вардар и Металург биле во Зенитот. И што секогаш не забораваме да го споменеме дека такви дерби на превари, еве сме суделе сегде у Европа, сегде у Африка, Па и сегде свет, во да. Азија. Сегде у светот имаме судено, такви дерби немало, нити ќе има, дај Боже, да се родат некои понатаму и да има, еве, како што спомена и Вујо, лигата е сега моментално најдобра на Балкан, дефинитивно подобра и од Словенија, што некогаш беше репер за добра лига. Синоним за тоа, да. Синоним за добра лига. Меѓутоа, такви сега играат пак Вардар Пелистер. Го нема тој набој, не, го нема тој ривалитет. Иако се уште тврдам дека у Европа најака е нашата публика се уште, дали комитите, сигурно. дали чкембарите, не можеме да ги изоставиме сега никако. Охрид, тука да го поздравиме многу градоначалникот Пецаковски. Рибари, како се? Рибарите не се толку можеби јаки као овие две групи, меѓутоа човекот е ентузијаст, голем влюбеник во ракометот, не се штеди себе си, нити средства, ништо за да направи една респектибилна екипа, зема коректен, одличен тренер, ја го ценам, Борис Роевич, нема да бидат за занемарување и никако не смееме да го занемариме Алкалоид, кој Нов голем бренд. види, во за мене македонскиот тоа е ракомет. пак Металург, само што се вика Алкалоид. Види, истата сала, истите бои. Живко е малку попаметен. Па добро, ама и Киро никогаш не бил у Металург. Никогаш не бил. Не бил ни у Вардар. Не бил ни у Вардар. Да, јако сакаше да се пензионира таму, не бил. Меѓутоа Живко беше малку попаметен. Он можеше го земе и Металург, можеше и Вардар. Не кеше да земе екипи со минати... Некој е минато, сакаше да направи свој, да го ребрендира и тоа е за поздравување. Не треба нив да ги занемариме. Тука се секогаш тиквеш кој може да изненади било кого. Бутел, Пролет, значи Да, лигата вака кога е ќе стварно видиш, интересна, максимално. Многу, Види, иако сме суделе сите финалиња у свет, Добро. и еве и пак да ни дадат да судиме, не е толку, нема таа мотивација кај нас, таква него драж. пак да судиш Вардар Пелистер. Или Вардар Металург своје време. Да. Набојот, самиот набој, атмосферата у сала кога ќе влезеш, Едино Не се што може да опишува, се не се опишува спореди тој- е секогаш го кажувам тој ја тоа адреналин туниско што се првенство. создава. Чекај, Тунис. Тунис, А? да. Може би навивање и Добро. побудали од кај нас. Тунис, Египат и такви дерби кои буду у ниховим лигама, тоа е неверојатно. Тоа е страшно. Збориме клубско првенство, така? Клубско, неверојатно. Тоа е таква тензија, тако навијачи, Клуб тако Африкан, лудило. Есперанса, Ранс, тоа е... Значи побудали, а? Побудали И од дефинитивно. гробари дели од свето тоа? Види, за ракометни услови. За ракометни збори. Да, дефинитивно. Јасно. Ја и Славе еднаш судевме Египет, Алжир во Кајро. Добро. 30.000 навијање. Само ти кажам илустрација, претходно играле Египет Алжир фудбал. 20-30 жртви на терен. И ние имавме таа среќа да ја судиме таа утакмица у ракомет. Не си видел такво обезбедување, такво навијање, таква тензија. Те зимаат од хотел со војска, со полиција, со... Значи, да наречеш чудо, тенкови. не можеш да го одоловиш сето тоа, ние у Европа сме најслични со африканци. Нема споредба. И добро, а на таа утакмица имаше, се кршеше резултатот или? Крчеше, ако Да? Алжир тогаш не беше за фрлање, се крчеше резултатот и Египет не беше на тоа ниво што е сега. Египет е сега далеку понапред и од Тунис, и од Мароко, и од Алжир. А и тоа време не беше Иран така. како е Вујот? Беше Мада е укапан. тоа една дивна земја, дивних људи, све што видите и чуете на телевизија тоа е пропаганда. По нjihovom вjerovanju гост je дар од Бога и они се труде на всаки начин да ти буде пријатно, да се добро осеќаш. Една земја која живи под санкцијама толико година сама за себе, они имају 15 авиокомпанија својих, имају 15 производјача автомобила, 80-100 милиона људи, сам Техерен е 20 милиона људи, една персиска култура која е изнад наше
vekovima i kada bi išli na neka takmičenja tih muslimanskih zemalja, ja sam bio ponosan na ponašanje mojih igrača na terenu, van terena, u tim nekim velikim kuhinjama, mezama gdje se hrane. Oni su jedna visoka gospoda. Drugo, oni su Iran, islamska država. Puno tih momaka, njihovi roditelji ne priznaju da su islamski, jer su oni imali islamsku revoluciju, njima je to nametnuto. I recimo, oni ne vjeruju to, ali naravno da to javno ne smiju da pokazuju. Jel? Državata ne je sekularna. Sada su ukinuli tu neku moralnu policiju koja je provjeravala da li žene nose marame, da li neko konzumira alkohol, kako se ponaša. A Vujo, ne da je Bože da go fatat s alkohol? Ne, ma nije, već je to drugačije, pogotovo Teheran. Ima nekih delova koji su na vlasti ovi islamski radikalni. I to je možda malo teža varijanta. Imaju sve uslove da budu jedna fenomenalna zemlja, ali eto, politika je takva kakva jeste. Sad kad se desilo ovo Amerika i Izrael, Izrael i Iran, taj neki sukob, Amerikanci su zapretili da ne smeju da se mešaju u taj sukob. Oni su na svim velikim trgovima po celom Iranu napravili ogromne bilborde gdje su nacrtali svoju raketu njihove proizvodnje, piše naravno Iran, jel? I nacrtali su putanju recimo do Los Angelesa i piše 147 sekundi. No, do New Yorka 126. Kad pritisnu dugme, ne postoji sredstvo koje može da je obori. To je supersonična raketa. Ne daj Bože. I to, eto, znači da se oni ne plaše, tako da su htjeli, oni su Izrael su mogli da pregaze za 24 sata. A si mu sudel, mislim, во Иран сте се виделе? Sudio mi u Iranu jednu utakmicu koju smo igrali Azijsku ligu šampiona protiv jedne ekipe Kazma iz Kuvajta. Teška je, zahteva isto utakmica. Odlično su osudili. Rizična? Malo su me otetili, jednom je bilo jedno probijanje lino, jednom su koraci neki, ali na kraju smo pobedili. Šalim se, dobro su sudili. Šta je problem u takvim zemljama kao što je to Katar ili ovo? Pola ljudi je tamo vojska, pola policija. I sad ako ja sa njima odem na ručak, na večer, što mislim da je pitanje kulture i odnos našeg prijateljstva, oni sutra njih neće staviti da sude mojoj ekipi. Jer smatra da mi imamo sad neku konekciju, neku glupost i oni to prate, oni znaju svaki korak. Taj vozač koji ih vozi, taj je špijun, ne razumiješ me? Taj kuca... Da ne policijski ili vojen. Da, tako da to je meni... Meni to nije najdovme način i u Иран, и у Катар да се издружиме, а у Катар имавме прекрасна личност со нас. Бора Милутиновиќ. Бора Милутиновиќ, легенда во фудбалот и неисцрпна мотивација на разговор. Čudo. Može sa sati. Oni Lino imaju puno tih nekih takvih detalja, puno istorije, puno mentalni su čisti, fenomenali sa ozbiljnim godinama, imaju jasnu ideju kad je njihov sport u pitanju, šta bi bilo dobro, šta bi mogli da savjetuju mlađe trenere, koja bi mogla stvar da se promeni na bolje kad je rukomet ili fudbal u pitanju i jako su slični. On je vodio 4 ili 5 reprezentacija, različitih reprezentacija odveo na svetsko prvenstvo. I nevjerovatna je osoba. I ličnost od koje mnogo može da se... Ja sam ga često pitao da on meni kaže, pitam ga za Guardiolu. Jer je Guardiola jedno vreme bio tamo i za Wengera, za Mourinha, da mi nešto kaže, stvarno hoću nešto da naučim, jel tako? I on ne želi da o tome razgovara i onda je samo u jednom trenutku rekao, vidi gospod Vujo, samo jedna je filozofija, ili imaš igrače ili nemaš. Kaže, ajde dovedi ti, kaže, sad Mourinho u Radnički iz Niša, da vidiš šta će da napravi. Ne može da napravi. Ali kad ti imaš trenere, kakvi su Guardioli, i onda dovodi sve što je najbolje na svetu u svoju ekipu, jasno je to. Како да гледаме, да речеме, на некаков си ПСЖ или слично? Знаеш, зборам од ваша позиција, што ви е подраго или што ти било Лино во кариерата или Вујо, ете се уште, да имаш условно неограничен буџет па да можеш да си правиш дрим тим или да градиш нешто
Što... Pa mi nikad nismo imali priliku da imamo neograničen budžet. Ja sam siguran da je Lino imao mogućnost da recimo u Zagrebu ima neograničen budžet i da bi bio prvak Evrope sa Zagrebom, to bez ikakve sumnje. To ne sumnjam. Nikad on nije imao takvu mogućnost i on i ja smo uvijek bili u poziciji da činimo nešto. Da radiš, da razvijaš te igrače, da od ničeg napraviš nešto i da ti nekad to prizna neko, a nekad ti ne prizna, razumiješ? Ама би ви било, да речеме, онака, прашањето ми, има ли дражво тоа? Има ли дражво неограничен буџет? Има, што нема? Има? Што нема? Не е како да си ја хакирал играва на некој начин, знаеш, кој да ти дал некој пасворди. Pa nije, vidi, novac nije garancija da ćeš ti biti prvak. Paris Saint-Germain, razumeš. U Rakomet, prav primjer дека парите не Ja bih volio da imamo ograničen budžet da Lino bude sportski direktor, a ja trener, pa da vidimo kako bi se ovi... Nikad ne bi nas dobili. Pa ja, kako bi se tako desilo. Ама, знаеш што е поголема драж? Што играчите што ги направиле во тие екипи сега играат сегде во Европа. И во врвни екипи каде што освојуваат све и све. Кај нас, на пример, Раул у Вардар беше освои Лига шампиони. Да. Отиде у ПСЖ со најаките играчи, не може ни да се доближи до фајнал. Јас сум сигурен фајнал. да сад со Србијом неќе направи puno stvari. Значи, секојаш треба да ти се поклопат сите околности. И ти рачунај у Вардар последните 6 месеци немаат плата добиен, па го освоја Лига шампиони, а нема плата добиен. Значи таа хемија на екипата. Веспрем инвестира толку пари секоја сезона, 20 сезони поред, никако да И никако да се погоди. Да. Никогаш. Тамо. Ali nemaju golma na nivoa za Ligu. До година ги имаат, фала Богу, кој ќе го земат ова од Барселона. Znaš kako to ide. Ali u svakom slučaju imati neograničen budžet ne znači, ali ti je lakše za poslovanje. Raditi u rukometu... Da nemaš glupi problemi, ja? Da. Nije samo teren, ima mnogo stvari, ima mnogo komponenti koje moraš da uradiš da bi to sve funkcionisalo. Logistika za jednog trenera mora biti savršena da bi to sve išlo na pravi način, je tako? I to je nešto što mnogo ljudi zna, ali opet će odlučivati faktor čovjek. Znači, opet će neko da stane ispred golmana u zadnjoj minuti i možda imaš ti platu od 10 miliona, ti treba da zabiješ taj gol. Tako li? Recimo, mene u ovom času najveći problem koji vidim i kojim se ovako malo, možda ovako u tim godinama bi to trebalo razumjeti, ali recimo, ja ne mogu prihvatiti da mi moramo učiti od skandinavskog rukometa. Ja ne mogu prihvatiti da mi na području bivše države nemamo djecu koja su isto, ja sam ovo sad bio u Ulcinju, pa sam došao na Binu, jer svako ga se predstavlja, onda ja sam bio jedni iz rukometa. I onda ja kažem, pa dovodi mi ovog Boškovića, gdje je daj Bošković na Bini? On je negdje baš bi otišao. Ja kažem, tu sam među košarkašima, manjini sam, mislim, sam sam. I onda kažem, oni se hvale sa tom, hvale. Osvojili su zlatnu medalju, oni u košarci u Moskvi 1980. Ali je 60 reprezentacija otkazalo, bojkotiralo je to zbog rata s Afganistanom. Ali mi, sam rekao, tu ti rekao, daj brojimo koliko smo mi. Mi smo osvojili 4 zlata na ovim prostorima, olimpijska. I meni sad smeta da mi moramo, jer ako je Stanković, ako je Popović, ako je Aleksandar Nikolić, ako su oni doveli košarku u Srbiju i uopće u Evropu, na te planet i postigli su vrhunske rezultate, meni dođe do smiješnoga da kažu kako, na koji način su oni. Znaš da su oni dobili termin 17 sati 80. godina da se može direktno utakmica prenositi svaki 17 sati u subotom, pod uvjetom da ti puna dvorana u Čačku, bilo gdje da se igra, a mi smo stavljeni. I sada meni nije jasno da našu povijest rukometnu, tada u košarci su pisali ljudi koji su bili vrhunski igrači, njih 4, i su bili vrhunski treneri. Popović je 10 puta sa Zvezdom osvojio prvenstvo. Znači, struka piše budućnost rukometa, košark dalje. A kod nas ne. To ljudi pišu povijest našu koji nemaju pojma o tome. Znači, ne može biti ekonomista koji će predstavljati mene ili vodoinstalatori, ne znam ko, svaka njemu čast, ili birokracija. Mi moramo čovjeka, stručnjaka, tako i pravila,
Da se skupe svi koji djeluju u tome. I treneri, i suci, i svi, da napravimo nešto. Da se napravi A ne može nemini neko koji nije bio taj, određuje kako ćemo mi igrati. Znači, ja sam rekao jednu stvar, tamo baš primjer, da Danilović je jednom rekao, kad sam imao 6 godina, kaže, u zapadnim zemljama, u centru grada stoji policajac prometni, zaustavlja promet, dijete sa 6 godina, uz pomoć roditelja, prijatelja, drže se za ruku, prelaze na drugu stranu. Kod nas na ovim prostorima, sa 6 godina, sam si morao preći na drugu stranu, ali se mora imati 3 kvalitete. Essere furbo, znači reći lukav, prepreden. Drugo, essere sveglio, biti budan. I treće, essere veloce, znači brz, hitar. I mi smo sami bježali. Znači, mi smo znali zajebati i semafore i sve. Razumiješ? I sad mi ne možemo, učimo od Danske rukomet koji ne igraju u obranu, jer oni igraju onu obranu defanzivnu, 6-0 ko što cijeli svijet igra, nažalost. A mi na ovim prostorima smo i 3-2-1 igrali, 5-1 igrali. Uvijek smo imali variabilnost. Ние сме измислиле сите наши тренери предходно и дојде време ера на шпански тренери, они да не учат. A problem je samo jedan detalj, što mi treniramo još kao što smo prije puno nas. Kao što je puno, kao prije. A sad se mijenja, on je mijenjao pravila, on je rekao jednu odličnu rečenicu. On je naredio da pucamo na gol. On je naredio. Znači, i to ti otima loptu i slijedi tranzicija. Znači, mi moramo tako trenirati. Ja lično mislim da je naš problem što nama 3. kategorija omladine ide u rukomet ili u sport. Aha, recimo, bira drugi sportovi? Odbira prvo ovi manglupi, frajeri koji su uvijek bili, oni sad idu u kriminalce. Ovi pametni, inteligentni, oni idu da završavaju fakultete, da obezbede život. Znači, ovi koji nisu ni manglupi, ni frajeri, ni inteligentni, nego su 3. kategorija, ti ideš da praviš od njega sportistu. Znači, može da se napravi od bukve violina, ali nema šanse da proizvede onaj zvuk Stradivari, Lino. Znači, ne biva. Tako da, dok ne budemo našli taj modus kako ćemo tu omladinu da privučemo i čime u sport, mi ne možemo. Masovnost kod nas više ne postoji. I recimo u Cetinju, mom Cetinju, ove godine će se roditi ili se rodilo prošle godine 60 dece. Samo to? Od toga je 30 muškarci, 30 devojčice. Od tih 30 ti treba, njih će 20 možda se bave sportom, ali 10 neće. Od 20 ti treba da popuniš rukometni klub, košarkaški, ne postoji šanse. Znači, u sve klube možda 3 dece. To nije masovnost. I masovnost ne mora uvijek da da kvalitet, ali ti može pomoći da. I to su ti Skandinavci. Svaki klub od njih ima 700-800, ne znam koliko dece, u svim uzrastima. Sjećam se Zoran Roganović, koji je ovdje dolazio nekad da pomogne kad dođe kup, bio i selektor Crne Gore, rukometa sjajan, ima 2 sina. Jedan je u Silkeborgu, igra vrhunski, sada je na spisku seniorske reprezentacije Švedske, a ovaj mali je najbolji junior na svijetu i traže ga, svi živi, mislim da je dogovorio sa Flensburgom da će ići za par godina. Znači, sjećam se kada je njihova majka bila toliko srećna jer je ovaj mali golman ušao među 120 najboljih tih kadeta. Čuš, među 120? Pa mi nemamo u cijelu zemlju 120, a oni su sa širog spiska došli do 120. I šta rade? Kada pogledate jedan trening dece, naćete 2-3 dece koja niko nije trenirao, ali oni imaju nešto svoje. Prirodno u sebe. Vidi onaj mali, jer oni uzmu te koji su specijalno talentovani, ali imaju masu takvih talentovanih i od njih prave kvalitet. A ti uzmeš masu netalentovanih da praviš, ne postoji šansa. Ali postoji nešto, ovo vrlo bitno isto reći ovo, da po svim parametrima već par godina za redom Finska i Danska su najsretnije države. To svi govore. Aha, kako opštestvo. Ali odgovor na ovo... Ispitivanja su rekli. I da pojačam još tu što on dobro rekao, oni smatraju, i to sam rekao na jednom govoru, ne znam, zaista to sam čitao, da roditelji smatraju da dijete koje se bavi sportom
To je važnija aktivnost nego Učenje matematika škole, i da. pravopis. Да, дефинитивно. Zamislite. Па у Финска не ни учат I da će математика, izrasti u boljeg čoveka i Tako. pametnih baviti se sportom nego učeći školu. Mislim, ajde, iako školu ne zapostavlja. Сите спортисти сум го зборил тоа во емисија, а биле кои се не. А гледај, Киро и Анти. апропо младата, може помогне. Idemo Lino i ja neko brašno da pretovarimo. гледај за масовноста и за разлика од спортистите во судиите, на пример за масовност, имаме факт со бројки дека во Германија има 50.000 регистрирани суди. Од 50.000 регистрирани суди, они немаат 2 пара меѓународни, а тие 2 пара не можеш да составиш еден Da, судија. užasno, da. А у Франција имаш 25.000 регистрирани суди и тие имаат 2 пара од кои се катастрофа, еве ги во моментот не се ни на европско првенство. Više registrovanih rukometaša ima Njemačka nego Makedonija stanovnika. Станови. Ајде. Да. To je А jasno. гледај, а ние имаме 50 суди вкупно, од кои имаш 6 меѓународни парови. 6 меѓународни парови. Процентуално. Процентуално и за прв пат на европско првенство имаме 2 меѓународни пара од Македонија, што тоа не се случило до сега. Да. Значи тоа е можда некој показател дека тука се уште се обраќа пажња на таа стара школа, ја секогаш велам југословенска школа на судење. Ние имаме скоро различен стил од сите скандинавци, од сите шпанци, ние се уште работиме како што треба. За жал, Хрватска и Србија у моментот, послем Губица Милошевиќ и послем Стојковиќ Николиќ, немаат пар. Немаат пар како што они имаат. Меѓународни, меѓу немаат нова Zato što ниво. je i rukomet loše kvaliteta. Vi ste sami priznali da ste uz ovim derbijima koje smo imali Tako, toliko da, kvalitetnih da. igrača Tako i vi je, se napredovali. složio. Sa 2 trenera koji se vršila naravno. pritisak na vas, Tako igrači je, koji su neko folirao, neki ovo je. onako, i onda ste vidjeli nam, oni nemaju kvalitet. Tako je. Oni nemaju gdje da napreduju i to je jasno. А гледај во Германија, најквалитетна лига, така? А немаш квалитет од суди. Не се раѓаат суди. Не се раѓаат суди, не се работи кој што треба на Нема традиција у судењето. Значи они и уназад да гледаме години никош немале добри суди. Па нема од кого да учат. Па нема, во тоа тој е традиција, нешто наследно што имаш од кого да научиш. Добри што се пренесува директно. Еве, ние имаме трета генерација кој што знаеме. Сега синовите да. судат, веќе се кандидати. Така Ti да, vidiš isto pravilo za igrača. Jedino pod pritiskom i stresom možeš napredovati. Се расте. да. Samo to. Па и во животот е Лино така. Да. Мислам реално беше се жера од црвена јабука снимавме скоро и кажуваше за војната за мамо таму и заклучокот да знаеш колку и да е глупаво да се каже, ама тоа викам има направено подобар човек. Kako ne? Никој не сака војна тама работа, ама да не биле тие Karakter se маки. jača kroz patnju. A Znaš, ne u izobilju. Da, ma da. Кога доаѓаат празниците, убаво им е на сите сетила. Уживаат и очите, и ушите, мислите ни се позитивни, па редно е и да го вкусиме ова фино чувство. Божиќен чај, мојот мал празничен ритуал. Внесете и вие топлина и радост во овие денови. Среќни празници. Среќни празници! За денес ви го препорачуваме божикниот чај на Good Nature со вкус што веднаш потсетува на божик. Вистински празничен спој на билки и зачини што создаваат топло и пријатно расположение. Во вкусот доминираат циметот и карамфилчето, мускатното оревче додава лесна пикантна нота, а сладкиот корен ја заокружува целата приказна со благ, долготраен вкус. Ова не е само чај, ова е празничен момент во шолја, пробајте го божикен чај од Good Nature. Почетокот на животот на вашето дете е посебно време, убаво, понекогаш непредвидливо и секогаш исполнето со грижа и љубов. Аптамил 3 е резултат на повеќе од 50 години истражување на мајчиното млеко. Формулата е нутритивно скроена за мали деца и содржи важни хранливи состојки, вклучувајќи нутритивни влакна, олигосахариди слични на оние во мајчиното млеко, витамини С и Д кои придонесуваат за нормално функционирање на имунолошкиот систем и најважно без додадено палмино масло, без вештачки конзерванси, аптамил затоа што секој мал чекор во растењето е важен. Новата година да ја започнеме со нови навики. Патот кон поздрава животна средина започнува од дома. Никогаш не е доцна да се започне правилно селектирање отпад во нашите домови, а надвор користете ги обележаните канти на пакомак.
обезбедувајќи ни алатки и ресурси за ефективно рециклирање, Пакомак е тука да ни помогне во овој процес. Селектирај, рециклирај и биди дел од решението, не од отпадот. Заедно за почиста животна средина со Пакомак. А последната порака оди за гимназијата Гоце Делчев од Куманово и тоа генерацијата 68-70, кои година за година не пропуштаат да се соберат од тогаш до ден денес. Еден на еден трае 17 години, не е малку, ама овие прекрасни дами и господа континуирано се дружат 3,5 пати повеќе од тоа. Сите вие да сте живи и здрави, да имате среќна нова година, да се собирате уште многу долго и да продолжите да не гледате. Огромна ни е честа што сте наши верни фанови. Ви благодариме. Ракометно, вака брзи некои прашања. Кој е, ако треба сума сумарум на кариера, кој прв ќе ви падне ако човек ви рече најтежок противник? Вие не како суди, него збориме вака, најтежок противник може да биде играч, може да биде и тренер. Говоримо во кариера. Тренерска да играш како. Мени е била најтежа и највеќи противник румунска екипа Стеува, Василе Стинга, Думитру, тоа е била една фантастична екипа. Да nije било нас, они би били прваци Европе толку колку е Топас. Била е савршена, фантастични, атлетски, тоа су били најтежи противници и апсолутно их највише ценим од тада па до данас. Лино, твој? Pa mislim, najveći protivnik sam sebi. Ja igram Lino protiv Lina. I ko dobija? И тоа држи. Други Лино. Sve se znati žene. Да. Da, ali ono mago, div mago, baš kad sam prozivao, to ti je neko tako izmislio, tako je to palo da je to fantazija. Stvarno. Може и Лино сам го пуштил. Ne. To je neko ipak rekao ko je znao da ceni. Тоа е врвен надимак спортски, да. Најдобар играч што сте го тренирале или што сте му суделе? Онака баш да му се дивиш. Не мораш да му кажеш сега директно на терен, ама да си речеш играчиште. Види, доскоро мене ми беше види сме суделе малтена на сите врвни упора во време што е. Убедливо, да, така е. Убедливо. Меѓутоа, зашто ќе го изведе Карабатич ќе го изведе? Зашто? Затоа што секогаш бил господин. Игра у два правца, игра одбрана, игра напад. До малтене до последен момент играл на врвно ниво и секогаш бил джентлмен. Никогаш да претера, никогаш да те нападне, секогаш коректен, максимално. Ти за мене. Види, Карабатич секако еден од најдобрите играчи, Дувњак исто. И господин на терен. Не можам да го... Значи секогаш она прашањето беше кој е тој што може да ти ја смири утакмицата. Дувњак е или тука, да ти ја дигне. Цар за тие работи и сад не можеме никако да го изоставиме. Гицел е денеска нешто Тоа денешно време, вансериски. Вансериски играч, значи сите квалитети што ги имаат сите играчи претходно, мислам дека овој има нешто Види, плюсу тоа. Значи кој си со него на паркет. Ама знаеш што е проблемот? Тоа не е некој физикус како што се они навикнати али таква играчи. еластичност, таква брзина, таква интелигенција у терен, тоа е. Јас знаеш што мислам чудо да дека го ќе испадне, прати еве, дај Боже да грешам. Добро. Знаеш, своевремено они се свесни кога источно германците го измислиле креатинот и кога долги години не можеле да ги фатат што е работа, а они победувале у све и свашто. Јас тврдам дека ќе искочи нешто после одредено време, дека има нешто, види, технички грешки сведени на минимум. Добро. Значи, данците не се некој физикус, ти да убиеш одбрана и напад јо. Бранат, играат, прават. Дај Боже да грешам, ќе искочи нешто. Svaka 3 dana on ima utakmicu Ligu prvaka ili domaće ligu. Svaka od tih utakmica je visok nivo. Sve utakmice on igra 60 минути. Одбрана напад. Тоа не е Logično нормално. nije normalno. Не. Се слага со мене. Сега судевме Килце Берлин пред 2-3 кола. Му фрла топка у контра, а он у одбрана трча да ја фати. Скока највисоко што може, ја фаќа и паѓа директно на грб. Значи доаѓа амбуланта, го дигаат со носилка, го носат. Човек се крши тука. Не, тука не стануваш, не се крши, не не може да го стануваш. дигнат. Иде на клупа, седи 3 минути. Влегува после 3 минути, дава 13 гола на тој натурел. Да не веруваш. Друг играч да беше наш, немаше да го состава. И со него како суди треба да бидеш максимално обзервативен. У кој смисол? Треба да чекаш. Ти до последен момент не знаеш дали он ќе падне, дали ќе ја даде топката, дали ќе даде гол. Значи тоа е чудо. Evo ovako dvije stvari koje je vrlo bitno želim reći. Prvo, u vezi ovoga za igrača.
posluješ za igrača, ovo je bitno. Kad smo mi u Italiji kupili, u Koniji kupio Juri Verhošanskoga, koji je bio u 20. stoljeću broj 1, apsolutno za pliometriju, metodiku sportskog treninga i svi oni treneri poslije koji su bili su morali dobiti njegov pečat za pripreme i tako dalje. I normalno da sam puno od njega učio i imao sam tu šansu i iskoristio sam. Ali šta mi je rekao jednom prilikom? Ja sam rekao, daj recite meni ovako, kako taj Antilogov, ovi Gudinovi, ovi svi, ovi visoki igrači i vanjske linije, kako oni tako brzi tamo u Frankfurtu gdje smo igrali, oni se skontriraju odmah. Kako, šta? I on meni kaže, slušaj Lino, ali nisam ti rekao. Mi smo uzimali 47 grama kreatine. Tampon zona za, razumiješ? I to mi je rekao. A što se tiče ovoga za igrača, to je tako delikatno pitanje i to pitanje sam toliko puta čuo, uvijek sam odgovarao isto. A jako mi je drago bilo što postoji jedna knjiga koju možda niko nema, imam je ja, Segreti de Slave, koja je tajna Slavena, bivše države Jugoslavena, njihovi uspjesi. Po čemu? I tamo su svi ljudi rekli svoje, svi igrači i mišljenje, i košarkaši, i rukometaši, i svi. I jedna je fora da Kukoč je rekao, kad sam igrao Chicago Bullsu, vidio sam, prvi put sam imao privilegiju da vidim i da Jordan može griješiti. Druga privilegija je bila da sam vidio da mi Amerikanci, sigurno zato što trup im je manji, imaju jače ekstremitete, više duže ekstremitete, a Evropljani dugi, pa imaju obratno, ali genetika isto propina, eksplozivna snaga, brzina pojedinačnog pokreta. Ali znaš šta, primijetio sam da oni nisu kreativni. Da genetski su oni nadjačeni. Ograničeni. I treća, sad za vaš odgovor za ovo, i rekao je, da, po meni, ja ne mogu reći. Ja mislim da je teško reći kad tražimo najbolji igrača našeg Chicago Bullsa, koji smo 3 prstena osvojili, ako bi rekli da je Jordan. Jer i Jordan ne bi bio najbolji bez Pipena, bez Rodmana i bez ovoga. Zato je ipak, ja uvijek govorim, tim je najbolji igrač. Jer mi smo kolektiv sport. To što su ga sad ukrali nama i pretvorili su 3 igrača, ona mala kikiriki, igraju i rješavaju prvaci svijeta i Europe. To je druga stvar. Ali su nam uzeli kolektivnu igru. Tačno. Kad bi znao ovako da pričam kao Lino, znači on tako spusti ton da mi svi moramo da se učutimo, svi se skupimo onako, razumiješ me, i ja se večeras ima da sjebem. Ali dobro rekao, malo tamo, malo vamo. Pa da, to je što živi. Da. A drugo, najzabaven igrač. Koji bi volio? Najzabaven, znači da ti je merak, da bide vesel, nasmejan, pravi atmosfera, retko koga go gledaš ljut. Ima nekoj takov? Ima jedan kod mene. Borio sam se uđem u prvu ligu sa Umagom, a Kostelić je bio trener Celja, a ja Umaga. On je takav fanatik da recimo idemo na Roglu i on jedan puta nagovara moje igrače da oni zajedno treniraju s njihovim. Kažem, pa ja sam trener, isti trener. Ma ne, igraš u mom terminu, boli te briga, treba trčati, treba se kretati, na što je njegovo. Ali ta je interesantna bila, ko prođe Bosnu može ući u prvu ligu. Moraš ići u Travnik, u Bugojno, u Sarajevo. Ako tamo prođeš, dobar si. I tamo ili moraš zajemati, ili imati suđenje, ili ćeš ne znam kako biti. I igram u Travniku. Tamo ima samo s jedne strane gledalište i teška utakmica tamo igrati. Koju god obranu igraš, zajebano. I ja kažem 7 dana da ćemo mi igrati 6-0, ali da ćemo igrati na 8 metara, 9 metara. Zecanje prema njemu pa nazad, da ga navučeš da daje loptu pivotu. A pivot igra ko on hoda na pisti, on trči lijevo desno. A publika viče, pa dodaj Hasu loptu, Hasu slobodno. Oni su nas zajebali jedan put, 2 puta, ali mi smo situacijskim treningom to simulirali tokom tjedna i puno lopta otišlo u bananu i mi njima kontragol. I oni se cijelo vrijeme publika svađa sa igračima. I jebi ga, polovreme, mi nekako vodimo. A ko je najinteresantniji igrač? Šta pričaš ti sad? Slušaj se, ne sad taj igrač, nego bilo na polovreme. I sada je zapravo neko sluša šta ću njima govoriti, ipak lila, više da gubimo nego dobimo, jako ih zajebavamo.
I ja sad okrećem jebe majku igračima, jedan sad ko ti, ja okreće se neki deda onaj Bosanac, igra mi krilo. I on stoji ovako, ima onaj mali špiglu što nosi u vojsci. I on si nema kosi, pa si jednu kosu ima, pa si narihta. A ja svima jebem mater, pa idi u pičku, ti ja sad gubim, tu me jebeš. A on kaže, Lino, ja sam ti jedino vjeran, ma idi u pičku. Samo jebaš ti, vjeran, a on si radi frizuru. To si je rekao, koji zabavan, taj mi je bio. Najzabavniji igrač je bio Nemanja Pribak. On je uvijek, on mene stalno imitira, prepričava anegdote, uvijek je sa drugarima, tako da on je stvarno i u Vardaru i u reprezentaciji, meni je uvijek bio najinteresantniji. Ne li treba da ima takov? Naravno da treba i čak kada pravite selekciju i kada trebate neke skloniti, ustavite taj neki dobar duh igrača koji možda i nije neki kvalitet, ali koji drži apsolutno atmosferu u ekipi, šalama, vicevima, svime time, to je jako bitno. A vi ste imali nekoj što jednostavno ti da trneš da mu se ljutiš, uvek je napravi koja je dobra za Frakancije i si gaš, dobar. Pa ti kažem, imalo što ne nervira, a вака на заебанција усред утакмица тешко дека има. А кој те нервира? Кој те нервира? Претежно се скандинавците. Највише кој те нервира. Сега ти кажем, не можам да Добро. У глобала се скандинавците. Ти уште си досудил нешто, тој дига руки, прави ова, незадоволен, па све сака да те плача, па све они знаат, па нешто не им е јасно. Тоа мене одма ми се дига вака притисокот и косата. А ја ќе бидам мирен, ама гледам неговото проаѓа. Да. Викам, па зашто ја да не правам така? Шо па јас сум мирен. Да, и сега тој судиме 9 метри са, судевме Нант Алборг. И ние судиме фаул, и тој ми дига нешто вака рака. Викам, готово. Сајмо надвор. А ја пред тоа му викам, дај му 2 минути, дај му, не му давам. Искаче, викам, ти мене ќе ми дигаш. Дај му, викам, дај му 2 минути. Od onako finog sudjenja od Đole. On me naterao, Vujo. I samo zbog tebe. Sreća, Vujo, čovek stana, vidi ga. Sad kaže da se znači da on star. Pa tako je, kad su mi sudili, pošto ja imam konflikt sa njim, on neće da se eksponira zbog komita, zbog svega, nego dođe i slavi mi da žuti. Ja kažem, što mi ti daje čovječe? Ja nemam ništa s tobom, nikad si se obraćao uopšte. A on tu se negdje muva oko mene i ja sad a on dođe kao. Pa šta je tebi, Slave, šta me diraš, ostaje me na miru, čovječe. A nije se dogovarаме пред утакмица, немој ја да бидам експлодиран, викам, сега ти ќе му дајеш на Vujo. Ќе биде проблем. Pa mi smo bre zamorčići. Vujo сега знае дека ќе има проблем од Джоле, например. И он вика, слушај, се он е спремен на мене, вика дека ја ќе опенала, вика, остај ме ја на страна, вика, ти сега. И викам, остај ми го мене. И како што кажа, ја поред даут линија, само слушам со едно Ja ga vidi ga si normalno ja ga Жут. Славе, па што мене каже ти сад заебаш, вика, јас се сваđам со Славе. Па ја и ти немаме проблем. Славе, nema, niste mu se obratio uopšte, čoveče. Mislim da je prekid, dosta je toga bilo, previše smo ti rekli. I da bi mi ostavimo za sljedeći put kad budemo došli. Da se malo sredimo za utakmicu večera. Беше привилегија да се седи вака и како што каже Vujo да повториме, дај Боже да сме здрави, живи, ве оставаме со најдоброто од Македонија, good nature чаевите, што ги испофаливме Vujo. Да, бре, супер. И види, и ова се едно изненадување, види оде со Vujo споменот од овако од емисијата имаме за вас. Pa to, kakvi vi ste automati, šta je ovo, bre, dok smo mi ovdje bili, vi ste to radili. Da. Vidiš, Lina? Слави, ти имаш нешто подарок? Па имам са секоја емисија, нели? Знаеш што? Си даваме, A си čekaj, зимаме. zašto su Slave i Đole na svim slikama ovdje i on, Lino i ja samo na jednoj? Samo mi to mi nije jasno. Мене нема vidiš, Друго има. Ти си го добил до Слави и Đole. Čitaj fotografije. Абе, различно е, Vujo, се работи. Има уште едно, доаѓа четвртак. Еве си ти. Джоле, пошто тебе не ти текна, мене ми текна. Абе, ти си текнувало, знам Пошто јас. стално ни да жаре поклони. Да, И секогаш. едно свирче, вака, од Олимпијада.
Ево, ова е тоа. Значи, со ова е судено на Олимпијада? Така, на Олимпијада. Уместо да си дал мене ќе за тренинг, треба ти даш njemu не треба ни зашто. Оди тука. Могуче бре, Слушај, Лино, бре. Оди тука. Порано имаше свирчиња, купувавме у ледена дворана у Загреб, сега ја реновираат, нема од кај свирчиња да купиме. Има, ја преселиле негде. А се троши. Слушај, оде има многу ракометни спомени, меѓу другото. Да го поздравиме Тимур. Да, кога беше гостиња даде, може и со тоа да се подсетиме, ја викам дека спремат режија. Фала ви уште еднаш. Се гледаме, нека биде уживање. Лино, фала. Hvala lijepo. Беше чест, Вујо, како секогаш. Беше чест. Чест и задоволство, брат. Да се подсетиме на Тимур Дибиров за крај. И фала што не Ајде, гледавте. да ја видимо и njega. Ajde.